Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 45-46 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината, едно джамбо, големо, мега интервју со генерал Методи Хаџијанев на ваше барање. Веројатно 20 на луѓе, 30 на луѓе инсистира на интервју со генералот Методи Хаџијанев, 3 теми. Војната 2001 година, раните во војната 2001 година, регионот на Танушевце, тоа што се случува во Русија, Украина, како ќе заврши таа војна, Газа, Хамас, Израел и целата таа една геополитика што се случува. Значи, 3 во едно интервју кој трае 1 час и 45 минути, останете со нас, ексклузивно интервју, сигурно нема да зажалите. Во вторникот имавме вонредна политичка анализа, ренувањето на Раде Трајковски Штекли, одлична анализа, одлично помина. Сите кои се мембари или ја користат опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов, ја погледнаа таа вонредна политичка анализа. Имаме веќе повеќе од 50 на вонредни политички анализи. Всушност тоа е веќе промовиран во еден канал за политички анализи, секој вторник 20 часот и 30 минути, 150 денари месечно, станете мембари, мембарси и ќе можете да ги добиете ексклузивните информации што се случува во Република Македонија, сите можни политички криминални анализи, сигурно нема да зажалите. Значи сега интервју Методи Хаџијанев на ваше барање. Добро вечер, генерал Методи Хаџијанев. Добро вечер. Вика супругата многу тешка емисија сигурно ќе биде, вика прво генерал, второ војната 2001, значи па професор по меѓународно право, тоа има да трае 2 сати, викам нема шанса да трае 2 сати, сати и 15 минути ќе направи. Како сте? Јас сум одлично, благодарам и мислам дека ќе имаме плодна и убава дискусија и дебата. Па втор генерал, значи во ова емисија, односно во ова сезона, и темите се такви некако, не знам, времето некој е турбулентно, па имаше корона 2020 година, па војна во Украина, па сега војна на Блискиот Исток и така натаму, некако многу ми навела трета светска војна која се случува, ние не ја гледаме или не ја признаваме. Па добро, се знаете како ќе гледате, зависи дај Боже да не дојде и подобро е да дебатираме ние овде него да дебатираме на друго место и мислам дека ако успееме да ги најдеме овој како се вика некој модус преку кој ќе успееме да избегнеме тоа звецкањето во оружјето, да го операционализираме, ќе биде најголем успех за човештвото, затоа што Третата светска војна никому не моди. Ние сме земја членка на НАТО. Така е. Што тоа подразбира? Знаете зашто ве прашувам, вие бевте нели военото, ќе се вратиме нели на тоа, ба бевте адјутант на врховен командант и така натаму и така натаму. Значи, што точно значи кога една држава е земја членка на НАТО алијансата? Прво тоа значи дека сте членка на еден најмоќен воено-политички сојуз. Второ, тоа значи дека влагате во едно посебно ниво на односи со кои можете дека како држава да си ги компензирате сите аномалии кои што ги имате или сите слабости кои што ги имате, во смисла на тоа дека сте мали, во смисла на тоа дали окружувањето околу вас е на еден или на друг начин, или во смисла на сите проблеми и предизвици кои што доаѓаат од современиот свет, а тоа е глобализацијата, отвореното општество кое што нужно се наметнува како такво да биде, за да можеме да функционираме и да имаме прогрес. Бидејќи тоа, сакале ние да признаеме или не, влие на нашиот комодитет, на условите во кои што сакаме да живееме, сакаме да комуницираме, да патуваме и да живееме слободно. Имате ли чувство да речеме дека е тоа многу поценето? Па добро, ние сме земја членка на НАТО, што е тоа? Никому ништо. Гледате на Украина, например, војна има бидејќи сака да стане членка на НАТО. Па дури се навредени зошто овие не размислуваат воопшто ниту да ги поканат. Така. Значи да бидат членка на Финска после години, децени на неутралност. Шведска ќе помине нели сега потпишано од турскиот парламент, треба тоа да се ратификува и така натаму и така натаму. Значи како поценување дали дека од поранешна Југославија бевме, па движење на неврзаните, па таа антиблоковска поделба, па Југославија само доволна четврта воена сила. Дали од таму остана тоа не знам, меѓутоа имам чувство дека ние воопшто не да не сме среќни и радосни, туку со поценување гледаме на тоа што сме земја членка на НАТО. Па мислам дека би рекол дека тоа можеби е поделено, иако се согласувам за става за кој што зборите, затоа што знам доста еминентни луѓе кои што со гордост кажуваат дека сме членки на НАТО, што е добро. Меѓутоа кај јавноста сето ова е можеби повеќе, да кажам, извулгаризирано заради внатрешната политичка дебата или конфликт кој што настана во однос на работи за кои што ние требаше да се адаптираме, односно некои работи кои што ги сметаат како, да кажеме, емотивни или национални или некаква си гордост која што е виртуелна на некој начин.
и како таква буди емоции, длабоки емоции кај луѓето. И јас би рекол дека за тоа можеби најголема одговорност имаат политичките лидери во сите изминати 30 години, бидејќи тие како такви не успеале на масите кои што им ја даваат довербата, да им објаснат што значи НАТО. Видите, британците излегува од Европска унија со Брекзитот, сега сака да се вратат, нели? Сите истражувања покажуваат дека сака се. Меѓутоа фактот го земе тоа дека излегува од Европската унија, меѓутоа никогаш ниту подразно не им падна на памет дека треба да излезат од НАТО. И сега Велика Британија е присутна тука во Република Македонија, меѓутоа како земја членка на НАТО, но не како земја членка на Европска унија. Има неколку време на Вилсон, премиерот, така значи има неколку обиди да се договорат со Европската економска заедница, не се договара, па препаѓа, па на крај тие сака, па французите не сака да ги примат, меѓутоа никогаш ке НАТО не беше проблематично, тие беа оснивачи, нели, заедно со американци 49. Не може да биде проблематично бидејќи тие сваќаат вредноста на НАТО. Значи тие сваќаат што значи да сте во еден таков сојуз и што значи да преку тој сојуз автоматски анулирате потенцијална закана од некој друг, бидејќи историски гледано наназад, значи ние сега зборуваме за многу мала секвенца од 40-50 години, 60, нека се во кој што Европа е во мир. Претходно тоа не било така. И тие како сериозна држава имаат традиција во која што биле во конфликти вклучени. Значи по да кажеме по статистика, постои една статистика, да кажеме Британија, Франција и Шпанија се земји кои што имаат најмногу војни во нивната историја од постоењето. Најмногу биле во најмногу конфликти. И како такви тие имаат голема традиција на тоа, меѓутоа ги знаат последиците од конфликтот. Далеко од тоа дека тие немаат бенефит од тоа, далеко од тоа дека не се Америка и Русија. Не. Туку Франција, Британија. Не, Франција, Британија, тоа може да го проверите. Франција, Британија и Шпанија се земји кои што имаат најмногу конфликти во историјата, заради тоа што имаат долга традиција и вековна. Така, да. Па дури меѓу нив војни, нели, посебно Шпанија. Токму заради тоа, членството во НАТО, значи е идеја која што е, да кажеме, идеалистичка во така наречените политички теории, која има за цел да или предпоставува повеќе од филозофија дека ако сите земји бидат во еден сојуз, веројатноста дека ќе влезат во конфликт е многу мала, бидејќи со самата припадност во тој сојуз тие успеале да се договорат дека разликите кои што ги имаат помеѓу нив ќе ги решаваат на друг начин. Факт е дека има исклучоци од ова, никој тоа не го негира, меѓутоа, знаете, кога ќе споредите да избегнете конфликт или една девастирачки период во кој што била Европа помеѓу двете светски војни и двете светски војни, дефинитивно ваков сојуз представува успех, значи да бидете член во ваков сојуз представува успех. Инакле, вие 2001 година сте учесник во војната 2001 година, значи публиката ве бараше, кама добро, што сега ќе оснеме многу генерали и така натаму. Не погоди викам баш за Украина, нема подобар од генералот Методи Хаџијанев, ви ни го ранете во војната 2001 година, учествува во војната 2001 година и така. Учествувате ли во војната 2001 година? Да. Учествувате ли во борбени операции? Каде сте, во кој регион? Вие сте дел на овие специјални воени единици, ако не се. Тогаш работев во припадниците во баталјон за специјални намени и како таков учествува во дел од активностите каде што единицата беше распоредена пред почетокот на конфликтот, речиси цела година и дури за време на самиот конфликт се до завршувањето на конфликтот. Добро, волците важат за една елитна единица. Елитно обучена единица која учествува во овие најсериозни операции. Така натаму, значи била дека тоа е крем дела крем на армијата на Република Македонија. Јас се согласувам со вас, бидејќи како се вика, тоа не се сега работи кои што ние ги кажуваме. Јас постојано велев, едно е да играте во домашна лига, нели? Друго е да играте во Лига на шампиони и таму кога ќе веќе добиете некакви признанија, а признанија има доста единицата добиена како такви, што на учество во меѓународни вежби, што од активно учество во борбени операции или во операции во постконфликтни действување. Сето тоа само по себе зборува за овој, како се вика, за квалитетот на единицата која што го има. Вие бевте од Танушевци 2001. Така е, Танушевци и Малино Мало. Да, тамо почнува всушност војниот конфликт, нели колешката Лупевска оди тамо, ја заробуваат, па подоцна ја ослободуваат и сега има многу луѓе кои си придаваат одредена важност, од председателот Пендаровски кој вели тој ја брифирал, тој ја пуштил, па не знам колегата Кавранов, па многу има, нели, многу бабици, килави деца на крај што се вика. Меѓутоа тоа е некаде јануари, февруари 2001 година. Така. Слободан Богојски, поранешниот шеф на државна безбедност, вели дека не е возможно
да се копат ровови, да се копат тунели, да се фортифицира, да се укопуваат, а никој од безбедносните структури тоа да не го види, да не го примите, да не го забележи. Па и самиот район на Танушевци е некаде на 25-30 км оддалечен од Скопје. Можно ли е тоа така да помини позади завесата? Никој да не види, никој да не знае, никој да не алармира, а тие луѓе се тука, се пренесува оружје. Претходно имаше нели овие магазини војни што беа распаднати во Албанија. Не е можно, значи тоа е превод кој тој што ќе ви го каже, тоа ќе ве излаже или ќе нема да ја зборува вистината или тогаш ќе кажеме дека залутал во целата таа приказна. Значи генерално мора да кажам дека оперативниот дел ја одработи својата работа професионално, сите информации и извештаи беа доставувани до надлежните во тој период. Постоеше, да кажам, еден јас во подценување на безбедносниот сектор, кој што влече корени и кој што ќе видите сега дека имате една целосна девастација на тој сектор или апсолутно неразбирање, мора да кажам, од целокупните елити кои што до сега во изминатите 30 години работеле на тој сектор. И сето тоа само по себе си ја создаде и недовербата кон секторот. Има тука аргументи про и контра, зошто е тоа случено, меѓутоа дека немало информации не е точно затоа што, пак ви кажам, не почнаа проблемите од тогаш, проблемите се многу порано. Од 99-98 единиците армијата даваше подршка таму, специјалните единици работеа на тие терени. Горе, Малино, Мало, не само Брест, не само Танушевци. Малино, Мало, и према делот према Албанија, и према делот према Косово, значи биле Делот на Албанија доле гостивар кораб тама во Радика, Битуше, Ростуше и така натаму, сите тие гранични приемени биле обезбедувани и паралелно единицата не беше само распоредена на Танушевци. Танушевци беше само една од точките каде што се случуваше тоа и каде што се случи тој настан со Снежана Лупевска и заради тоа и се планува. Тама е командант Хоџа, нели? Под негова контрола е целиот тој посебно Танушевци и командант Хоџа. Па дури подоцна се спушта нели до Арачинова целата таа групација, па командант Хоџа се појавува како човек што преговара. Васко, да бидеме искрени, не знаеме точно што се спушти во таа. Може, знаете што се случуваше? Имаше толку многу малку луѓе во тој дел, да после тоа се приклучуваа сите тие други луѓе кои што како се симнуваат, они надоле стануваат и локалните мештани во последен момент, значи преминуваат од една на друга страна. Така да дека имало токави информации или дека имал станал збор за токава кој знае каква бројка и така натаму, сето тоа е надувана работа и дека не е точно. Колку луѓе се? Колку луѓе се Танушевци вела дека 24 луѓе. На почетокот дека има некаде околу, ајде, за 24 да не испад, нека ги знаеме по список, нели по дневник како ученици што се вика, меѓу тебе 20 на луѓе, како млад новинар. Јас го верувам дека бројката е тука некаде и дека таа бројка на луѓе успеа да направи маневар, да издействува прво Танушевци, да преминат преку косовска страна, да излезат во Тетово, да припукаат и таму и да создадат заради неуспехот и неподготвеноста на политичкото водство од тогаш, да има решителност или подценување на целиот сектор во тој период, да не успеат и да прикажат дека имаат борбена линија од Танушевци до Тетово и на тој начин да се создаде чувство дека вие имате у суштина војна формација. Така е. Нели па дури Марин Ѓурчев беше тогаш потпредседател на владеачката партија, министер за земјоделие, дел на стратешкиот тим, па учествувал на политички на преговори со Украина околу оружје, вели околу 70-80 припадници на кобрите од Косово дошле, па направиле војна 2001 година. Тие се вклучи. Има еден дел, тоа е Карадуша, значи инцидентот Карадуша, имаше еден дел каде што дел од Косовскиот заштитен корпус тргна према Македонија и во тој случај имаше дејство, тогаш прв пат беа употребени сухоите. Тоа е на самата при крајот, тоа е веќе август месец, значи на самата македонско-косовска граница. ОП се интервенираше да се прекине и после таа интервенција значи прекинаа тимовите, имаше два специјални тима кои што ги наведуваа авионите сухоите, тоа е така наречена операција за блиска подршка, меѓутоа тоа е точен податок дека тргнале, ама дека претходно нешто имало навлегување или така натаму, тоа е многу тешко да кажете, затоа што таму знаете како многу е тежок теренот. Второ, со самата поделба на границата, реално на луѓето им се создаде проблем. Они требаше да кружат по 70 километри за да можат на 100 метри да отидат да ги видат фамилиите. И сега знаете, вие оперирате таму, ги гледате цело време тие луѓе, разговарате со нив. Оно што мене ми е криво е што реалните проблеми на тие луѓе останаа нерешени. Јас бев млад новинар во Скопски вечери, тоа некаде почетокот на 90-тите години,
и не праќа да направиме некоја репортажа за Танушевци. И таму граничната линија безмалку одеше по средината на селото. Баш така. Од таа страна ли беше и Не е баш на средина, него сртот има таму. Така, нели тука е таа наблюдувачница на ЮН што останала. Што беше, да. Така е, 142 и после тоа, како се вика, е кодра фура, Така е. малина мала, клучка мала, тоа се тие така да кажеме. И тие луѓе ми веле треба да дојдете во декември и во јануари да видите кога ќе падне по пола метро Тоа сакав да го или кажам, 1 метар снег. дека нема кој да им помогне. Ние не можеме да дојдеме на лекар. Се сеќавам во Скопје. Се сеќавам, можете да го проверите тоа, бидејќи го знам, ги знаевме штаните, ние комунициравме со нив, имавме добри односи со нив. Ние не сме имале проблеми со нив. Револтот кој што им се јави на нив беше незадоволство од тоа што беа оставени од генерално државата, а тоа е дека немаа услови. И се сеќавам дека на еден од мештаните таму детето му почина од треска само заради тоа што не беше исчистен снегот, немаше кој да го однесе. Тоа беше далеку после конфликтот, значи по завршување на конфликтот. И тоа е сега пораката, дали ние у суштина ги решиме вистинските проблеми на тие луѓе, бидејќи тоа беше аргументот дека они се бунтуваат Така почна. Така е. Така се користи незадоволството. Ја го разбирам тоа. Значи ја го разбирам, меѓутоа тука веќе настана твист, спин на незадоволството на тие луѓе беше искористен во една национална и после премине во етничка нетолеранција и тука можеби најголемата грешка на сите нас што дозволивме да односи кои што сме ги имале и кои што да кажеме биле пример за мултикултурализам да ги расипеме и сега да се гледаме на начин кој што се гледа. Добро, Ченер, вие бевте дел на обезбедувањето на Борис Трајковски, нели како волци? Јас како единица не сум бил директно, бев одговорен за единицата кој што ги координираше обезбедувањето како припадник на таа чета формацијска да кажеме кој што бил. Кој период сте? Тоа е период 99-та, во единицата сум во период од 99-та до 2010 година. До 2010 година. Да, јас сум дел од таа единица. Значи таа единица која се бави меѓу другото и со обезбедување на Борис Трајковски, на врховниот комендант. Идејата за обезбедување на врховниот комендант дојде со доаѓањето на председателот Борис Трајковски на како начело. Мислам дека како се вика немаше потреба од тоа, затоа што тоа е моје мислење, затоа што обезбедувањето на председателот е всушност како врховен командант. Да, може за територијално, да кажеме, за поширокото обезбедување, меѓутоа тоа се применува често пати кога имате криза или кога имате некоја вонредна ситуација како што беше конфликтот, да кажеме. Знаете зашто ја прашам? Бидејќи пред 2 недели со генерал Горан Стојков имавме интервју, ми остана оној дел, не го прашав за протестите после Рачиново, за носењето на командно место на врховниот командант, па подосна носењето во Струмица, Златко Кецко, нели како шеф на обезбедувањето, тоа го има објаснувано и го има кажувано во емисијата во Центар. Стојков на некој место има кажувано дека тоа не си има баш случајно така. И ме интересираше нели што се случува, за да се вратиме на почетокот на 2001 година, што се случува со Рачино, тоа ми остана да не ми избега мислата. Што се случува? Тогаш има обид за државен удар во Република Македонија? Не, од кого? Кој сакал да од незадоволни припадници на вооружените сили, единствено од резервен население. Не, единствено незадоволство имаше одбивање месечини на наредба на командантот на Тигар на Љубе Бошковски, зашто после тој беше разрешен. Мислам дека Мандаровски беше тоа, сега не ми земете за... Да, беше Мандаровски. Да, и мислам дека само тоа, немало никакви обиди за непослушност. Па нели прво беше во касарна Илинден, таму е командно место на врховен командант. Да, ги пренесува затоа што беше нели упадна луѓето во собрание на Република Македонија, ги пробија, иако тогаш не постоеше Крсто Муковски, нели успеа да влезат во собрание на Република Македонија, власта или припадниците на обезбедувањето или кабинетот на Трајковски го напуштија собранието, тие затекна тамо празни соби, ограбија телевизори, ограбија дел од опремата, значи меѓутоа по скалите, нели, оној подвозен тунел што е добро, да, евакуација направена по протокол како што следувало, службите одреагирале како што треба и ги извлекоа, значи беа донесени во касарната Илинден и премиерот Љупчо Георгиевски. Тој беше во предстојуваше, тоа беше многу кратко. Беа по едно или две вечери сега, и премиерот Љупчо Георгиевски и председател. Председател беше во објектите на Волците, во објектите на Тигар беше Љупчо Георгиевски, тие се еден до друг на едно
дали 50 метри има. Потоа го носат во Струмица, нели? Да, го пренесуваат. И тука веќе ние немаме ингеренција, значи тоа МВР. Вие сте значи во моментот доека се во касарна Илинден како волци. Да. Значи сметате дека обица државен удар нема, тогаш нели имаше. Тоа се демонстрации кои што значи излегуваат масите од незадоволство и мислам дека иако можеби некој ќе каже дека тоа е претерана реакција, мислам дека на место им е одлуката да ги евакуираат бидејќи сепак не знаете вие како со толпа нели во таква ситуација не знаете. Тогаш имаше калашникови. Се согласувам. Па некои попови се обратија на јавноста, тогаш мислам дека дедо Михел беше начело на Македонската православна црква, тој не сакаше да се обрати. Царак не мислам дека од Грција доаѓаше, па колешката Мирка Велиновска, па Бранко Церенковски не сакаше, Киро Глигоров не сакаше, значи постоеше некој бунт, некој незадоволство и беше прашање дали некој ќе го искористи за политички цели или нема да го искористи за политички цели. Генерално да, се согласувам дека тоа се моменти во кои што одредени луѓе кои што имаат различни амбиции, нели било каква и да е таа амбиција, може и да е позитивна да сака да го искористат како момент. И заради тоа реков дека можеби добро се одреагира што се засолнија тие да кажеме врвни личности и тој Кецковски кажуваше тоа драматично, па со автомобили, па одвоење председателот од сопругата, па со еден автомобил оди сопругата. Тоа се протоколи кои денеска можете и денес се пратија? Па да, и на председател Пендаровски и треба да се прават за да се избегнат и овие како се тоа се редовни протоколи. Нема нешто екстраординари да кажеме за да би рекле дека сега кој знае што се случувало. Добро, за вас војниците што се ништо не е нешто спектакуларно, све е обично, вообичаено. Па добро, спектакуларно е веќе ако имате дејство, ако имате контакт, ако влезат со едно 100 тенка, нели као Газа на пример или не знам во Украина, тоа е нешто бака ситни некои работи, пушкарање, вие ги сметате за вообичаени конфликти. Добро, немало пушкарање, да се разбереме, значи председател не бил загрозен на тој начин. Или барем јас не знам за такво нешто, ниту сме чуле или каква информација дека имало такво загрозување. Меѓутоа рано предупредување и пак ќе кажам, пак ќе повторам, се согласувам со протокол дека требало да се евакуира објектот на заштита, тоа се председателот и премиерот и постапиле како што постапиле. Генерале, велите дека армијата уште 98-99 година делува, дава помош на целата она линија која почнува доле. Внимавајте, тоа е се уште граничното безбедување го има армијата, АРАМА. Збориме на таа линија. Тоа се уште нема полицијата. Гранично, значи подоцна сменет законот. Тогаш имаше и за војна. Со европската иницијатива за прифаќање на европски контекст на безбедност и така натаму е прифатено да МВР го преземе граничното. Тоа мислам дека време на Владо Бучковски кога е втор мандат министер. 2004-2005 година. Министер за одбрана пред да стане премиер. И тоа гледате на она линија што ајде од Ростуша, Битуше, Кораб, македонско-албанска граница, па скроз горе до Липковско, единствено на делот на македонско-албанска граница не доаѓа до конфликт. Не се прелева. Значи не доаѓа до конфликт, знаете зашто? Затоа што овие групи кои таму има команданти, да речеме, 113-та бригада, командант Форина, ама таму немаше конфликт, они беа под некој Јорган Планина. Тоа сакав да ви го кажам дека голем дел од тие луѓе покасно се вклучуваат во тој дел и сега фактички тоа дава символика на некаква сеомасовување. Првичните се многу малку и тие имаат за солниште своје прибежиште, уточиште имаат во Косово, во Деболде, на таа страна. Значи, ние имавме, како се вика, неколку изведувачки операции, додека бевме уште во патрулирање пред да виде тоа, значи точно имавме локација каде се и сета така натаму. Меѓутоа едноставно немаше политичка волја, ниту имаше политичко единство во тоа, во командувањето или во цел. Например, не беше јасно што е нашата цел, што сакаме да постигнеме ние со тоа. И тоа сето одлагање. А учествувавте во операции? Па учествувавме, сите учествувале во операции. Ако подразбираме операции дека ќе изведувате патрола, дека ќе имате борбен контакт, дека ќе треба да направите опфат и така натаму, операции имало. Значи, вие на пример кај сте ранети? На која локација? Тоа е на потегот меѓу Клучка Мала и UN-42, значи како се вика наблюдувачницата која ќе излезете од Кодра Фура објектот. Добро. И кој ќе тргнете према Клучка Мала за да го заобиколите ридот и да влезете веќе на страната на Деболде. На тој потек. На тој потек. Така.
Од која страна доаѓа напад, од косовска страна или... Значи, тие се веќе на косовска страна, бидејќи границата таму е порозна, таа се утврди многу подоцна, тогаш се уште не беше утврдена. Кога не генералот американски со едната нога е во Косово, со едната нога во Македонија, Да, тие беа присутни, кога имаше поминуваше, дронови, кога поминуваше време, граница. беспилотни летала имаше уште. Уште тоа време. Да, имаше беспилотни летала кои што извршеа наблюдување со цел да утврдат дека нема премини од наша страна на косовската територија, бидејќи таму беа распоредени КФОР на Германија и на контингентите на Германија и на САД. И Значи тој потек, така е, тоа е нивната зона на одговорност на КФОР после Кумановскиот договор. Мисли че ни коридор 4 сега, не ми земете за збор. После 1999 година. Така е. И во суштина генерално значи маневрот значи беше на тоа беше операција во која што требаше да се земе, значи да се ослободи Танушевци. Првиот пат ние го ослободивме, моравме да го отстапиме на полицијата, се случи некоја лоша координација. Тие не дојдоа вечерта, ние се повлековме, повторно се вратија луѓето назад. Нормално. Тоа е тоа што го велам, значи немаше јасна одлука што сакаме да постигнеме. Значи немаше, како да кажам, некако стигаа работите некоординирано, беа јалово, траљави, не, тоа беше сето стихино она што го велиме и на командирска машта. Значи вие немате системско делување, немате воспоставен систем каде што се јасно знае ако е како да се плашеа од тоа лидерите во тоа време. Сега јас го гледам бидејќи бев премногу млад, тогаш имав 23 години. Како вие нашите фудбалски екипи во поранешна Југославија и сега, нели? Напад, нели стихино напаѓање, овие три контри ќе дојдат, три гола ќе дадат германците, ќе одат понатаму. Се согласувам, ако го споредите така, значи делувавме на тој начин, жалосно. И сега кого и да сакате да осудите од оперативен аспект, не можете да го осудите. Ниту МВР, прв пат бе војна, мислам, нема ни борбени што се били дејства. Се согласувам со тоа и дека и тоа има влијание, така да меѓутоа оно што сакав да го кажам е дека генерално фалеше правилно водство, политичко водство кое што знае што сака да постигне и како да искористи. Генерале, од кое оружје сте ранет? Ние нагазивме на противтенковски мини кои што беа поставени на потегот на наша страна и самото тоа значи беа фактички со премин од другата страна, значи поминати. И после тоа имаше дејство, бидејќи имавме некоја среќа, да кажеме, како се вика, условно, сакав, го земав панцирот, сега денеска го збориме, тоа го земав панцирот од возачот и ги ставив под мене, бидејќи бевме обучувани од да кажеме, од Велика Британија, од САС, со зелени беретки, начинот на кој што муџахидините лекциите ги става, мините и така натаму, точно предвидуваше, или местото наликуваше на тоа и некако предпоставував дека можеби ќе имаме такво дејство, инаку пред да се случи ова, загина командантот на војна полиција исто така на многу сличен начин. И нешто ми кажуваше дека не може тој реон да остане небранет. А ние тргнуваме во напад, а тоа е крило кој што ќе треба да биде опфат, бидејќи ако ние достигневме до таа точка, после тоа веќе тоа беше одлучувачка точка преку која акцијата ќе беше успешна. Да, тоа е точка, нели, што контролира, што се контролира. Откако се случи тоа, значи како се вика, беше дејството што се случи и најверојатно тоа се вика сте вечерале со Господ, старите што викаат. Панцирит веќе не постоеше, значи шлемот се уште го чувам, тој веќе не може да го ставите на глава, бидејќи после некој процент ќе зборува дека имало 4 противтенковски мини наводно на тој потек кој што издействувале. Не тврдам дека сите, целиот бласт бил кон мене, меѓутоа да издействувањето, значи по балистичката проценка говореше дека имало 4 противтенковски мини кои што се активира по пат на лост, на многу сличен начин, значи се поставува стапче, каде и да згазните ги активирате сите. Значи каде да стапнете? Каде да стапнете, значи не може да промашите. И обично беа поставувани после вода, каде за да не можете да видите дека има дека не има трага и пред кривина, значи вие после кривината, значи вие намалувате кривина, кога ќе видите, кога ќе извидите дека е сигурно, давате газ, природно е, дадете газ да продолжите и тогаш фактички се случува. И баш на такво место се случи и за среќа целиот екипаж остана жив, значи ставивме 4 панцирни плочи фактички, тоа се некаде во словна прилика кевлар од 30 сантиметри дебелина, се претвори у песок, бидејќи ударниот бран ги примил, он се претвори у песок.
Каде ги ставате? Ги ставивме под мене, јас ги ставив под вас ги ставате. Под мене и тука се случи, ствари, тука и беше действот. Меѓутоа пробил, значи ги пробива тие 4 панцирни плочи и шлемот, значи фактички сега веќе не може да го ставите на глава. Е стопен, бидејќи имате голема температура во единица време на многу краток простор. 3 брана точно се гледаат на шлемот како поминале 3 брана и го фактички ми ја спаселе главата, бидејќи ако не бил шлемот ставен на глава, да. И токму тоа беше едно од работите кои што ги учевме, значи после и на обуките дека таа обука не е Холивуд она што го гледате Рамбо, него таа опрема треба да се носи. Таа опрема значи спасува глава. Апсолутно. Значи вас вежбат зелени беретки припадници на САС, на британските овие специјални. Така и турските специјални сили. И турските специјални. Така. Значи добри се турските специјални сили? Они се 99% копија на америчките специјални. Значи по тие стандарди. Така, да. Да. И значи сите процедури се тие, начинот на односот, културата, духот кој што го имаат. Овие да речеме британските САС. Британските САС се најпрагматични според мене. Не дека ја потекнувам од таа школа, ма некако според мене се најпрагматични и се многу блиски до нашата култура, значи затоа што и они немаат таков пристап на глобален досег како што го имаат американците, бидејќи на пример на зелените беретки мотото им е да опресо ливер, да им помогнеме на угнетените. Тие се всушност действуваат Робин Худ. На некој причин, да, се инсталираат со масите, помагаат до масите и креваат бунт од таму со цел да му помогнат на тоа население, значи да се ослободи. Да. И заради тоа е терминот, значи зелено ослободување. Така е, опресо ливер е термин кој што е латински за да им помогнеме на угнетените. А овие британците САС, значи тие се реков многу попрагматични и они војнички. Не, тие имаат, да кажеме, кај нив предноста во однос на зелените беретки беше во тоа што тие имаа многу големо искуство во урбани операции стекнато од Северна Ирска. И оно што е интересно таму е што они има доста голем број на операции кои што беа на прагот помеѓу полициски операции и помеѓу воени операции. Значи некоја мешавина. Да, и голем дел заради тоа има оној успех на спасувањето од амбасадата од Иран. Значи таа позната операција која што е изведена, значи една после стана рол модел, значи која што се применуваше. Тоа е 79-80 Џими Картер кога е начело на Америка. И сега значи идејата ми беше да кажам дека од Ирска они си ги има тоа истренирано. Го имаат земено тоа како искуство и она што фактички влијаат на еден импакт на еволуција на специјалните сили во делот на војската, каде што почнуваат да еволуираат, значи од оние джангл стайл од Виетнам, кои што доминираат зелените беретки, да преминат во урбани операции и тука е зародишот на стварањето на оние Делта Форс фамозни, кои што представуваат конгломерат на сите видови специјални единици. Така е, на сите видови, каде што се издвојуваат, да кажеме, најдобрите припадници во морнарицата, специјалната морнарица, тоа се SEALs, најдобри припадници од Air Force или од воздухопловната и најдобрите припадници на копнената војска, тоа се зелените беретки. И ги формираат тие делта тимови кои што добиваат задачи да работат со ЦИА тимовите, значи, така е, за да можат да действуваат во така наречените неконвенционално војување или действување во позадината на непријателот, односно во оној цивилен елемент. Ви велите дека искуството од Авганистан, муџахедините, тоа што го прават со руската тогаш со руската армија и Босна се користени нели за да може вакви панцири да користите да правите така на тоа. И тој терен таму горе одговара на некој таков афганистански терен и тоа. По многу нешто, само до некаде немате зеленилото, бидејќи Авганистан има територии кои што се на многу повисока надморска височина. Значи повеќе карпес делно. Дури имаше кога почнува војната во Сирија, дека одредени единици, исто така овие делови на Косово, Проклетие, Црна Гора, границата, тука се тренирани, тука се правени, бидејќи тоа одговара на некој сириски терен, не со зелени или со вегетација. Да. Дали имаше такви информации, тоа ги имаше во македонските и посебно во балканските медии. Така, значи, внимавајте, генерално процедурите на војувањето не се нови, не кажав ништо ново, ние не направивме некоја иновација или нешто. Значи, сето тоа е единствено што е, бидејќи карактерот на војната останува ист, она што се менува е условите, технологијата која што се применува, условите и искуството кој што го имаат оние кои што ги водат или го вршат командувањето, да кажеме, со трупите. Така да, генерално мислам дека овој како се вика, тоа се научени лекции кои што низ кои созреваше и целата армија
И апропо муавето Не само тоа вела дека овие иси структури биле тренирани таму, бидејќи тоа одговара за борба против иси структури. Говорам за овој косовски терен што е кон Црна Гора, кон Албанија и така. Па не само таму, значи не се само таму, тие се тренирани ширум светот и на крај тоа е действуваат, значи како магнетизам се дојдени тука за да действуваат со одредена цел. Инале, фоките, единицата фоки. Добро. Што е единица? Тоа е една, знаете како, кај нив културолошки, кој ќе видите допред 10 години, они имаа културолошка разлика, да кажеме, со зелените беретки. Во фоките одеа премногу млади луѓе и нивната старосна граница беше помеѓу 18 и 25 години. За разлика од нив, зелените беретки беа по искусни и беа по граница помеѓу 28 и 35 години, заради сршта на операциите кои што ги прават. Тоа доаѓа од самата доктрина која што има морнарицата и самата доктрина која има копнената војска. Доктрината на морнарицата е дека таа мора да действува преку море и најмногу до 500 км на длабочина на копно, значи до таму е оперативниот досег. И тоа значи дека они се наменети за брзи експлозивни операции кои што треба да направат брз пробив и освојување на дадена територија или за земење на одредени клучни точки, односно саботажа на тие точки. Самото тоа диктирало да имате таму луѓе кои што се повеќе физички спремни, поексплозивни и кои што ќе мора да се бават. Тоа се фоки. Тоа се фоките, така, силс, неви силс. И заради тоа нивната обука и тренинзите, да кажеме, се приспособени на тоа. Значи, селективните курсеви кои што се правени кај нив се адаптирани баш за да можат да одговорат на таа доктрина. Кај зелените беретки е обратно. Вие, например, ренџерите физички можеби да бидат и по-спремни од зелените беретки, меѓутоа не по-умни. Знаете, зелените беретки викаат дека имаат вие у суштина сте специјалец ако сте мајстор на основното. Не е Рамбо за да ги расчистиме тие дилеми, тоа е на Холивуд. Така е. Нели? И можеби поблиски до тој Холивуд стайл се фоките, отколку зелените. Зелените беретки се оние тивки војни за кои што никој не чул, не разбрал, а да кажеме срушиле вршат работа. А срушиле цели системи. Значи тие се тие кои што ќе ви ги соберат правите информации. Тие се тие кои што можат да направат вистинска human intelligence, вистински можат да направат транзиција од цивилна операција директно во комбат операција која што може да направи голем ефект. Они се тие кои што успеа да го операционализираат така наречениот Afghan Model of Warfare, преку кој американците успеаат да го решат проблемот со Косов, кој што ми се јави на нападите на Косово, бидејќи тогаш они ценеа дека само со воздух може да се добие војна заради таа воздухопловна супериорност. Сватија дека временските услови и маскената дисциплина која што може да се примени, а ја применија да кажеме српските сили и југословенските сили, во тој период, и растеситиот распоред влијае на ефективноста на утврдување на тоа каква цел сте постигнале. И сватија дека потрошиле огромни средства пари, а многу малку ефект. Тоа им беше мотив да го модифицираат тој модел и го модифицираа со зелените беретки, каде што зелените 48 специјални тима, по 12 луѓе, успеа да пасивизираат 2 дивизии на Садам Хусин. Во нападите. Значи, 2 дивизии успеа да ги пасивизираат преку воздухопловството. Што правеа тие тимови? Тие не влегуваа во директен контакт, тие имаа извидувачка намена и ги лоцираат, само целите ги таргетираа и потврдуваа на воздухопловството дека е погодена целта. Од шахта го извадија. Баш така. Од шахта го извадија. Ке се вратиме на Ирак и на тој модел, ке успоредиме нели со Украина и со Русија, туку што напаше. Фоките 2017 година, кога Соје настане 27 април треба да интервенираат у Македонија. Тоа е заканата. Затоа не е прогласен државен удар. За ова немам. Вие сте војната шеф во Америка, немам точна информација дека ќе действувале фоките. И ако била пратена таа информација повеќе за одвраќање, не верувам дека затоа што мислам дека ќе се вратиме на 2018 ќе прашам чисто са рамка. Вие сте војната шеф. Тој е Пентагон. Амбасадорот македонски во Вашингтон, тој е Стейт департмент. Така. Значи, вие сте Пентагон. Пентагон учествува 2017 година. Значи, Стейт департментот има чадор, има политичка сила. Да објаснам како функционираат они. Ајде. Американците имаат многу прагматична надворешна политика, многу прагматичен систем. Не тврдам дека се секогаш успешни, не тврдам дека ако земете кукав магнитуд вие да го покриете целиот свет, значи ќе разбереме зашто стана збор. Заради тоа најмал заеднички содружител би рекол дека се многу прагматични. Кога е мирно време, лид или водеч има Стейт департмент. Кога има конфликт
Стет департамент се тргат, во тој случај ги влече сите потези Пентагон. Значи, не да Боже, Пентагон да почне да се вмеша во политички... Така, тоа значи дека поминат одредена црвена линија каде што дипломатијата веќе се става во втор план како инструмент на моќ, не дека таа не води, не дека таа не ги контролира работите, меѓутоа многу од одлуките зависат врз матрица на безбедносен ризик кој што ќе направи Пентагон. Тоа нас не случи 2001 година. Марк Дикинсон, амбасадор на Велика Британија во Република Македонија, и има едни, втори, трети, неколку преговори со доста Димовски, Лјупчев, Георгиевски, вели на крај, јас не можам, тука завршува мојата мисија и доаѓа британското министерство за одбрана. Кога ќе дојди британско министерство за одбрана да преговара, тогаш се моци поинаку, затоа тогаш геолот и однел, веројатно геолот и однел шегата. Генерално ние додека нели разговаравме, ја ви споменав, кога ќе земете историски наназад, ќе видите дека барем на овие простори секогаш се почнувало со некои многу подобри позиции во преговорите и на крај завршувало многу трагично. Некако најверојатно на овие простори не сме научени да се адаптираме на тоа како се водат преговори под оној либерален прагматизам. Ние мислиме дека сме поголеми мангупи, дека ние ќе седниме, ќе се договориме и подоцна ќе одиме дома, и кога ќе одиме дома ќе седниме дома, па ќе размислиме нели со едно пиво или со две пива и така натаму и ќе речеме па ние и не мораме тоа да го прифатиме. Гледате, Милошевич 15 години беше на власт, а не ги имаше прифатено тие работи. Не знам, Садам Хуси ги лажеше, не ги прифаќаше те. Па можам јас, може не морам 15 години, но можам 5 или 10 години, па ќе се заминам после. Во дипломатијата кога се учи преговарањето или на предмет после спогодување преговарање, има еден начин на руско преговарање, руска техника на преговарање. Тоа е таа нивна на големи врати на традиции, на себе почит и така натаму. Меѓутоа, на нив им се може, они имаат капацитет, имаат можност, можат, и дури и они знаат кога треба да отстапат. Русите? Да. Точно гледаме. Така. И за житото, и за све, они ги прават сите тие отстапки, без разлика што подоцна тоа го прикажуваат како своја спектакуларна победа. Морате вие да ја храните преку пропаганда и дезинформација, морате да го храните, да компензирате и дома, пошто имате јавно мислење дома кој мора да го прикажете и така натаму. Ке се вратам на Русија, нели само она маса, нели се сеќавате на оние преговори на Емануел Макрон со Владимир Путин, па маса која е 4,5 метри. Да, тоа е символика. Нели символика, па оно клипче го имате гледано кога Путин оди на инаугурација, па 15 врати, па по скали се кача горе, па сите станува да аплодираат, то сводови високи по 30, по 40 метри, тој е руски модел. Апсолутно, да, тоа е начинот на кој што они секогаш имаат поставуваат високи цели или големи побарувања за да добијат одредена за да се испазара, да кажем, условно. Ние во Газпром, кога бевме 2012 година, требаше некој интервју таму, па не ги одложи, бидејќи тогаш го изгуби интересот за Македонија. Ни беше кажано дека нема да влезат во Македонија. Медведев, не овој Медведев што има премиер, туку Медведев што беше втор вице-президент на Газпром, или имат Милер што е, па овим беше некој помошник и така, не? И ја сваќате кога одите ке таа зграда дека тоа е грандиозно, стакло, скапо, позлатено, богато, тоа. Значи, вие се чувствувате мали и тоа е така направено. Јас прв пат видов во Министерство за финансии во време на Зоран Ставревски такви некои шалтери, некои приемни ходници, некои оделење, тука викам, па веројатно сака да имитираат нешто, бидејќи сите институции во Москва се такви, вие го ќе влезете мал сите, никаков не се чувствувате. Така и во Америка, во некои институции. Дефинитивно, знаете, сето тоа има одредена символика со тоа што, знаете како во авторитарните режими, генерално таму се прави да државата или чиновникот е над вас, па вие ќе треба да се поклоните на некој се наведете. Додека во либералниот свет сето тоа е отворено, затоа што вие у суштина тие се представуваат себе си се гледаат како servant to the people, значи слуги на народот. Генерале, значи, сите овие луѓе што јас сум снимал, а учествувале во војната 2001 година, вие веројатно имате најголемо воено искуство во таа војна и единствен сте кои не сакате политички оценки и проценки да правите. Гледате, толку некако, па дури суопарно го објаснувате. Например, и Стојанче Ангелов и не знам Стојков, они дават информации, па и Златко Кецковски, значи сите тие кои учествувале. Вие, значи, тоа толку војнички го објаснувате, што јас ќе помислам дека и немало војна 2001 година, дека тоа поминало ко некоја детска сипаница за неколку дена. Беше сериозна ситуацијата или не беше сериозна таа 2001 година? Во оперативно смисло ситуацијата беше смешна и да кажам трагикомична во оперативно смисло. Ако сега ќе ви кажам од кој аспект, значи од овој аспект сега гледајќи ги, работите во оперативно смисло беше тоа, да кажеме, значи кога ви земете само по број на потрошено оружје, земете по број
далеку од тоа дека На загинати луѓе. Тоа е малце чувствително, нели? Така, чувствителна не е тема. коректно сега да Така. збори бидејќи човек, еден човек Така. да Е загине, многу, така. така. Меѓутоа, ако ги споредите тие работи и со жртвите, јас тогаш добив чувство дека кај нас политичките лидери се плашат од тоа дека ние треба да дадеме жртви. Малце ова е тешка тема за да се разговара, меѓутоа нациите големи, како Израел, како некои други, се родени преку крв. Не знам дали ме разбирате. Апсолутно сте прав. Читав една анализа, мислам дека на Политико беше, мислам или на Financial Times, значи не е важно, само да ве наполнам. И велат руската предност во однос на французи, на британци, во однос на американци, во однос и на кинези, Така. иако е таму комунистичка партија, е дека јас се пробам збори да нам, дека не водат сметка, значи бројот на жртвите не им влие врз носењето на одлуките, па дури не ги ни закопуваат своите жртви на украинскиот фронт, Многу ги остава таму. Тоа е едно од најголемите, да кажам сега, ајде, нели, да бидеме до крај коректни, најголемата грешка во претпоставките на НАТО кој што е Во поддржува однос на Украина, во Украина, бидејќи целата претпоставка е дека тие ќе го имаат либералното чувство и осет во однесењето на одлуки. Русите имаат, за разлика од војна на маневри, кој што е развиен како концепт на НАТО и кој што предпочита да имате либерално командување, тоа значи да имате цивилна контрола врз вооружените сили, да ги почитувате правилата на војување и да имате значително чувство кон и грижа за своите луѓе. Руската доктрина, оно што го гледаме во Украина е базирана сосема поинаков концепт на еден архаичен од Првата светска војна, која што се базира на масовност и на истрошување, на големи ресурси и на масовност во луѓе. Значи, гадна војна, што е викат, Балкана војна, нели во терминологијата, таа формулација се користи. Апсолутно. И мислам дека тие се точни, коректни овие формулации, бидејќи она што се случува таму е, да кажам, во најмала рака стравотно за човештвото. Знаете, проблемот или, ајде да речеме, амбиентот е тако што и во текот на Втората светска војна главните битки се случуваат тама. И гине освен руско, гине украинско население, бидејќи украинците по број или по процент на жители и дадени жртви во текот на Втората светска војна всушност се народ кој има дадено најмногу. Затоа имаат и место и столче во Обединетите нации, иако се делнели на Советскиот сојуз или на таа. Видете, Втората светска војна е период во кој што се уште имало држави кои што или нации или кои што се уште не се дооформени како што треба и се уште или биле дел на некоја голема матична, така е, последица на распадот на империи кој што се случи после Првата светска војна. Руската империја, британската и така натаму. Отоманската. И сега Австро-унгарската. И сега што се случува во тој период, знаете како, дури кога ги гледате сега финциве, зашто они застанале на страна на, значи не е дека браниме некого на страна на нацистите, они суштина имале став дека да си вратат дел од руската војната со Русија, заради тоа се здружиле со. Тоа е претходница на Тоа е претходница на Втората светска војна. Хитлер кога тргнал им ветел дека ќе им го врати тој дел и овие сега сакале да си го компензираат тој дел и застанале на страна на Хитлер, не дека они се согласувале со идеологијата. Кој е оне 39-40 така, година? Има војна, има војна, да, зимска војна, нели? Да, зимска војна во која што тука се гледат многу слабости на, значи, на руската, на советската армија. Меѓутоа, она што мора да кажам е специфично за нив е дека се брзи учачи, значи многу брзо учат и Русите. Да, и многу брзо се адаптираат. Од сопствени грешки. Од сопствени грешки. Така велат, учат од сопствени. И тоа го гледаме сега во украинскиот комуни, они успеаат 3 пати да се адаптираат и да сменат доктрина, да прилагодат доктрина. И да се прилагодат на состојбите на теренот, значи да успеат да ги фиксираат, да ги поправат, да кажеме, слабостите кои што ги имаат во линија на раководење и командување, да нагласат одреден дел, но не да го загубат темпото. Повторно да го диктираат нивниот начин на војна. Читав некои бројки колку светските сили вложуваат во вооружување. Имаме драматичен пик последните неколку години, значи енормни суми кои се даваат во вооружување, кај што предњачат американците, на второ место се кинезите и русите заостануваат, они се на некое трето место. Тамо Јужна Кореја, например, на изненадување во првите топ 10 што се Јапонија. Кога ги читате тие статистики, внимавајте бидејќи статистиката знае да биде многу тие ги прават во процент не само во процент, него они ви даваат во однос на нешто. Вие треба да видите што значи тоа. Ако сте имале 0 и сега сте направиле 10, вие да кажеме вие велите дека сте го зголемили за 100%, тоа е 20.
Ама ако сте имале 10.000, Како они- да го зголемите 100%, треба два. Како вицот со Албанија во време на Барходжи имале еден трактор, купили уште еден трактор, имале 100% зголемување на трактори, Така е. бидејќи има два трактори. Така е, да. Меѓутоа, заостануваат русите во тој дел во однос на Кина и Америка, тие многу пари. Дефинитивно они се свесни за тоа. Значи самиот факт дека они дојдоа од Иран да купуваат со кои што играат топло-ладно и на кои дури и да успеат, најверојатно имаат сега некоја да кажеме ветување, бидејќи не заборавајте пред да почне овој конфликт, они со Иран требаше да им испорачат одредена технологија која што за благодарение на преговорите дипломатски со американците во последен момент, иако беше платено, не им го испорачаа. така Не им беше. испорачаа. И сега да они дојдат да бараат од Иран. Овие шекади што ги Така е, само ви збори за тоа колку знаат да бидат, да кажеме, импровизатори. Зошто? Они сега ги прилагодија, Шахет ги прилагодија на да ги закачат на авионите. Со тоа им го зголемуваат оперативниот досег. Значи од авиони да ги лансираат. Значи од Сухоите, од 30 од Сухоите сега може да ги лансираат. Што добиваат со тоа? Добиваат економичност, значи принцип на војување еден, и второ добиваат оперативен досег, цел. Тоа е исто второ принцип на војување. Ефтини се. Значи, Ефтини еве се. ќе ви дадам само за пример. Еден систем таков ракетен кој што треба да се прикачи на тој авион кошта некаде од 250 до 300.000 долари. Тој е најефтиниот, најлесна варијанта. Еден шахид коста од 10 до 20.000 евра. И вие сега видите разликата. Значи тоа може да има обрт. Не да има, значи тоа им оди во прилог на нивната доктрина, а тоа е на масовност и на истуштување. Они гаѓаат, значи на пример користат некаде по слободна проценка помеѓу 5 до 10.000 проектили артилериски дневно. Дневно. Со тоа беше и причината зашто британскиот министар за одбрана, една од причините зашто се повлече. Че он во април изјави Британија со овој буџет и со овој капацитет што го има, со ова темпо на војна во Украина може да издржи само еден месец. Само еден месец. Со тие залихи. Вие знаете ли зашто САД беше воздржана за давање на тактичките сега кои што се претпоставува дека не химна системите, него тактичките. Овие што се на. Така е, тие од кои што Русија се плаши. Затоа што им ги погодија авионите, аеродромите, да. Така е. Кога имале стратешко планирање, кога воената мудрост и предложила на политиката дека треба да бидејќи вие не можете да го направите сега. Атомакс, така некоја формулација. АТМС тоа е Advanced Tactical Army, бидејќи на копнената војска е дека имаат strategic Тоа се тие оперативни системи, или што погодат некаде 200. Тоа се проектили, балистички проектили кои што кои што имаат, значи тие капацитети ги испукува копнена војска, значи не се специјални, не излегуваат надвор од хемисферата и така натаму, и е многу тешко да ги пресретнете. Значи не може, многу тешко е да ги пресретнете затоа што имаат многу ниска траекторија на движење, релативно се брзи и системите едноставно не дека не може да се пресретнат. Тие им прават проблем на русите. Се уште им прават проблеми, ми задаваат сериозна закана. Меѓутоа да обяснам само што се случувало во прагматичноста, што значи зошто русите го применуваат овој начин, бидејќи знаат дека либералниот свет во суштина потроши многу пари. Така. Сега ќе ви кажам зашто многу пари, затоа што одеа на advanced weapon, на оружје кое што е прецизно, кое што е да ги задоволи принципите на војување, да има дискриминација, значи да не гаѓа, да не е како кај русите недискриминирачко, значи да погодат цивилни цели, бидејќи манувар warfare значи тоа, да имате принципи на војување да почитувате, да можете да маневрирате и да имате софистицирана опрема. Овде го нема тоа. Тоа го нема. Русите гледате користат тенкови Т-34, им се смеја во прво време, меѓутоа проблемот е ако они ве наведат да војувате на начин на кој што тие сакаат да го диктираат, во тој случај вие сте осудени на пропаст. Да, ќе имате предност во одредени. Дека американците со значително помалку изгубени животи во Виетнам се повлекоа, за разлика од русите кои веројатно се ги имат и повеќе од 100.000 жртви. Тоа е она што го знаеме, внимавате. Ние не знаеме, тоа не се од Ленин, тоа не се од Санкт Петерсбург, не се од Москва, тоа се тамо дека Ингушетија, не знам Чеченија, далечен исток. Отприлика тамо дека стигне веста дека некој починал, веројатно ќе се смени годишно време. Најверојатно. Толку така да велат американците кога имале овие жртви,
Као што ги имат русите, не говорам за украинците многу жртви, тие нема кај додат. Мора да останат во Украина. Американците 15 пати ќе се повлекуваат од Виетнам. Апсолутно. Знаете ли вие кој у суштина го измисли моделот или прв на хибридно војување на начинот на кој што е тоа да ги таргетираат јавното мнение во либералниот свет? Ал-Кајда. Они успеа да преку интернетот и современи технологии да го таргетираат населението преку лажни видеа, преку креирање и така натаму, да го таргетираат населението во овој како се вика либералниот свет, САД, Брисел и така натаму, и да влијаат на инхибирање на одлучувачката моќ преку избори и преку јавно мнение, каде што Затоа ли го стават русите овој Герасимов за началник на вооружените сили, бидејќи тој важи за креирач на таа доктрина. На таа доктрина. Да. Вела дека Герасимов нели, иако тој беше во конфликт со Пригожин, тоа се големи веќе системи, големи игри, така, но меѓутоа тој важи за експерт за овој начин на војување. Точно, не го викам хибридно војување, го вика информацијско војување во кој што смета дека сите инструменти на моќ мора да бидат подредени на употребата на сила. Тоа значи дипломатијата, информациите и економијата. Значи да знаете како да ги искористите за да можете да добиете максимум со употребата на сила. Не го смета за стратеги, нели претходно кога читавме, иако ај се да бидеме искрени до крај. Малку имаше и фетиш кон таа руска сила, руска доминација. Путин инвестираше во тоа со години. Да се разбереме. Да не речам. Ако она што го видовме во Сирија од дел од силите, значи кај нив имате голема диспропорционалност, бидејќи стана збор за огромни сили. Они имаат сили кои што се, меѓутоа бројката на тие сили е многу мала. Имаат сили кои што се многу вооружени со софистицирано, така е, на кое што за одредени делови Западот се уште нема одговор. На хиперсоничните, на пример, се уште имаат проблем околу тоа и околу дел од, да кажеме, начинот на водење на противелектронска војна, од која се плашат САД. Зошто? Затоа што русите сватија дека не може да се преваруваат во таа технологија со американците, но наместо тоа они развија нешто што ќе може да го пасивизираат тоа. Тоа значи дека условно сега зборувам, значи не е до крај така, но условно. Вие да имате најсофистицирана опрема, ако јас фрлам електронски облак преку кој ќе го попречам тоа, јас вие суштина џабе ја имате. Значи џабе инвестира. Така. Значи таа не може да биде оперативна. И русите се имаат можеби најмногу инвестирано дури во научници, во иновативност, на развивање на така наречено противелектронско војување. Тоа сега го призна во последното интервју за BBC и украинскиот началник на вооружените сили, каде што кажа дека согледуваат дека западната технологија е ранлива на тоа електронско попречување. Отидовме, на крај ќе мораме да поставиме едно прашање за 2001 за Рачиново и за спуштањето од Танушевци, Малино, Мало Брест, Кодра Фура и сето тоа. Да не остане дека не сме прашање. Меѓутоа, отида разговорот во овој правец за Русија. Читам сега одредени анализи и вела дека европските држави во текот на својата историја научиле да живеат со руската империјална сила. Тоа ги тргаме настрана Велика Британија, меѓутоа Франција, чувството на Франција дека е голема сила им го дава преговорите со Русија или преговорите со Кина, само тоа има возможност на французите да се залажуваат дека се нуклеарна, тие се нуклеарна, но се мала нуклеарна, не се голема нуклеарна сила. И кога тие преговори преговарат надвор од НАТО, надвор од американците, тоа им дава чувство на французите, намокнили Макрон со Путин, па Макрон со првиот човек на Кинеската комунистичка партија и на кинеска држава. Од друга страна ги имате германците кои се поделени. Од една страна, па всушност на три дела поделени. Од една страна имаат некое чувство, некоја грижа на совест за огромниот број на жртви во Русија. Nation buildingот кој што ја спровела Америка влијал на тоа уште бидејќи тие се учени на тоа дека тоа е лошо, да го осудат и да го признаат како грешка. И ја чувства таа грижа. Второ го имаат тоа инјектирање, тој допинг од руски ефтин газ и руски ефтини енергенси. Тоа е алчност веќе. Алчност, нели за профит. Тоа е втората работа. И третата работа, германците, освен што нели Источна Германија е направена, па дури таму веќе имаше одредени инженеринги на посебна нација правени, нели во време. Да, и русите имаат сериозен импакт. И Путин во Дрезден беше Дрезденска група во целиот тој процес. И четврта точка, обединувањето на Германија е направено, тоа е книгата на Примаков година во високата политика, значи кај што ги дава стенограмите од преговорите, обединувањето на Германија е направено со ветување дека НАТО нема да се доближи до границите на Руската Федерација. И се германците значи го имаат тоа чувство, велат тие дури би прифатиле
Тие се изненадени само како украинците не капитулираат до сега и неку најлесно за нив ќе беше украинците да капитулираат, како што беше 2014 година, па всушност тој Ердоган им го секош им го префал. Ако вие реагиравте 2014 година и тоа што случува на Крим, како што реагиравте сега немаше да има војна во Украина. Зборувате за германците, така? И за германците, за сите, нели? Значи, Тие најдоа некоја мешавина. Да. Жена од источна Германија да биде без малку најдолг владетел на Германија 20. И ако она не сакаше се повлечи, ќе се победеше и на овие избори, ќе се станеше дело. Ќе беше германски канцелар. Значи, видите, кој гледате Европа, значи прво имате една земја која што е сегментирана имате повеќе вектори, во повеќе страни. Секој има сопствен интерес, на пример Франција имаше и тоа русите го препознаа и тука има една новела на Наполеон кој што ја кажува, кој што вели ако сакате да победам, дајте ми да војувам против коалиција, јас ќе победам. После него Молт ке вели, кој војувал против, тој германски нели стратег кој што вели, кој војувам против коалиција, се помалку сум импресиониран од Наполеон, дека го ствари добар. Русите го користат сето тоа. Зошто? Значи они успеваат преку современата технологија, преку манипулациите, дезинформациите кои што ги прават. И тоа е нивна доктрина уште од време на советите, каде што 10 пати ви пласираат една лага, дури во време на службите ги го правеле тоа, 10 пати ви пласираат лага, од тие 10 една е вистина. И вие го спуштате гардот, значи после третата, четвртата лага, вие постојано не верувате дека тоа е фейк ньюс. Стратегијата русите имат измислена. Апсолутно. Односно Советскиот сојуз има измислена. Да, тоа е таа маскировка за која што зборувате. Ние сме го учеле тоа во ЈНА и сега јас се обидам да им го објаснам тоа на овие помлади генерации. Не, тоа е старо, тоа не е ново. Сега е нова е технологијата само. Апсолутно. Нова е сега само интернетот и способноста да допрат до брзината сега. И способноста без да се движат до овде да дојдат, значи да штампаат и да може да отпорат, да дистрибутираат вестници, бидејќи тоа било начин на комуникација, да допрат до секој дом. Преку современите технологии кои што ги има. Сега има и русите тоа го користат. Доктрината, методите се исти, манипулација, значи не кажувате дека имате или кажувате дека имате 5 кила овошје, а не објаснувате дека 2 се мушмули, 3 се портокали. И суштина Помпео кога доаѓа во Македонија, доаѓа на неколку часа нели на средба, што е тоа мислам дека сте веќе вратени во Македонија, ова 2019, мислам, ова е пред короната 2019 година, неколку недели пред оние избори кај што Трамп ја губи власта и вели немојте да дозволите руски ботови да ја водат државата, а вие да бидете финансирани од кинески кредити или кинески кредити да ви корумпират система, да ја корумпират државата. Сетете се претходно ќе ве вратам. Посетата на Метис. Јас тогаш бев во кабинетот на Иванов како агитант, само што се вратив. Да, министр за одбрана. За одбрана. Кога дојде тој пред да стигне лудото во навод куч Меддог, така. Да. Пред да стигне Метис, он прати порака дека ќе дојде да испорача дека имаме овој како се вика руско мешање овде. На пресконференција тогашниот премиер Заев кога го праша, човекот рече јас немам информација дека може да го изгуглат. Јас немам информација дека ние имаме руско мешање овде. Самото тоа ви зборува. Сега тука има една дилема. Значи прво значи не е ова дека го судиме нели Заев сега затоа што они премиерот во демократија не треба да знаат, треба советниците негови да знаат. И да му кажат дека има проблем. Значи тоа е проблемот кај советниците. Следен проблем сега, ако се симнеме едно чекор подолу, ќе видите дека можеби кај советниците е проблемот во тоа што мајндсетот, значи градот, пристапот кон тоа име како пристап на покривично, правда, тие се полициски службеници. Истиот пристап го имале проблеми во Англија и они го менуваат системот после нападите во Лондон. Кога го праша 2004 година, кога го праша шефот на Скотланд Јард во тој период и на Ми-6, дали ги имавте овие терористи под ваша, како се вика, во база на податоци, вика да. А зошто не реагиравте? Затоа што по трета Assessment Matrix, по матрицата на закани, на ризици, тие беа третирани многу риско. Зошто? Затоа што го сгрешивме моделот на пристап. Пристапивме како кон кривично дело, како кон криминални групи, наместо како кон национална безбедност. Бидејќи ауткамот, излезниот резултат кој ќе ги правите ризикот за тоа што може да постигне. Фактори кои правите. Така е, во тој случај ви дава сосема поинаков резултат, имате добивате различен резултат. И тука може би е тоа дека не сме го сватиле што може каскадните ефекти не може да ги предвидите. Тука речи дека докторите се добри или лоши во зависност од тоа како ги читат резултатите на крвната слика. Апсолутно, тоа. Ако не знае да ги чита, така е, тоа е да даде диагнозата дека имате индикатори кои
Тие индикатори ви кажуваат многу работи. Истото ви се случило као крах, ако се случил намерно или ненамерно Газа, истото ви се случи со Ирак, тоа Мекмастер, поранешниот советник за безбедност на Трамп на конференција на НАТО на која присуствува во Норфолк, го призна. 2014 година он вели на говор пред сите НАТО генерали, призна, вика, сите мислевме дека ќе биде најдосадниот НАТО самит. И опсе случи Путин. Кога се вративме назад, видовме дека ние у суштина на разузнавачите сме им го свртеле грбот. Значи они ни ги давале сите информации дека има индикатори дека се подготвува, да, меѓутоа не сакале да веруваат дека ќе се случи тоа. Во тие информации. Апсолутно. Добро, вие сте советник на началникот на Генералштаб, Ѓурчиновски. Да. Ко советник му советувавте да оди во Белград или да не оди, бидејќи овие западни... Не го советувам ја за дипломатија. Бидејќи западните сојузници се помалку налютени или неблагонаклона е примија посетата на началникот на Генералштаб на Република Јас ќе ви Србија. исправам, тука не мора да значи тоа. Ние како држава треба да шириме партнерство. Тие се земе членка на партнерство за Тие мир. се партнерство, имат И представници на и НАТО само- во нивното министерство. Токму така. И таа порака може би тоа е интерпретирано како тако. Таа порака може да биде многу позитивна. Да Македонија у суштина се јави како лидер кој што ќе го потегне да кажеме Белград како поголемиот брат во регионот, Да ги да внесеме- остане да ги на внесеме- правата страна, да ги внесеме да во не НАТО, отиде на онаа лошата Да страна. ги внесеме, Апсолутно. Добро, вие како униформа, на пример, се да дојдете во оваа емисија, треба да барате согласност, не знам, Да, од министер... дефинитивно, затоа што тоа ќе биде честно према службата и ќе биде честно према позивот. Нели од министерката за одбраната, така е Апсолутно, од процедурата. началникот и од председателот. Доколку дојдам во таа улога, значи да дојдам Вие си доаѓате како професор, експерт, така, како професор, нели? Значи, кој би дошле како советник на началникот на Апсолутно и генералот. така би требало да биде и тоа е редот. Тоа е протоколот и ја го почитувам тој дека затоа што во тој случај би требало да моите ставови ќе бидат официјални ставови. Сега немам официјални ставови. Нели? Ве подготвуваат ли за началник на генералштабот ако се промени власта Не. во Република Македонија? Не. Бијќи многу ми намилат постојано говори за Синиша, односно за виша филм групација, нели застава филм, јас тоа го користам во моите емисии. И вие познавате таа завиша филм групација, нели? Добро. Сте имале комуникација Не директно зависи. во нивно време сте пратени да бидете воен аташе во Америка, подоста нели доаѓате аѓутант на Ѓорги Иванов, па доаѓате нели начело на овие специјални единици, како доаѓа некој волци, ренџери што се споени. Добро, па ја потекнувам од таму. Знам дека потекнувате. Мокнете за више филм групација? Не. Значи прво Вие сте нивни фаворит да бидете началник на генералштаб. Така велат сега, ја за да, да прашам. окей. Јас прв пат го слушам тоа. Меѓутоа има една друга приказна. Ама ве импонира. Па добро се, знаете како. Зависи кои ви се целите. Кај мене се многу редефинирани целите, јас имам малце поинакви цели сега во животот, така да мислам дека тешко е дека ќе се оствари тоа, затоа што треба да ме праша некој мене, не ви дали сакам. Ајде на крај ќе прашаме. Ако во ред. На крај ќе прашаме да завршиме со Русија и со Украина. Има една теза, а тоа е тезата на источна и на западна Германија. Гледате, некој сличен модел сега права тој кога читаме и предлогот на Еди Рама во однос на Косово, некој сличен модел. Ние меѓусебно фактички не се проформа, значи или правнички не се признаваме, но фактички се признаваме. Независна е Косово, независна држава е Србија. Или тоа е суштината на предлогот. Кога стана збор за Украина, се користи моделот на источна и на западна Германија, значи овој поголем дел, односно западна Украина да биде земја која ќе биде членка на Европската унија, источниот дел, нели како источна Ова Германија. се на база на шпекулација да кажеме. Ова се некои анализи кои ги Да. знаете, они ги пуштат или во Политико или во Foreign Policy или не знам во пробување на да видите како тоа ќе како јавното мнение како ќе биде. па ќе цитираат некој анонимен извор близок на Согласен. Зеленски. Да, тоа се стилови, така Он му сугерира на Зеленски, ама Зеленски е тврдоглав и не прифаќа. Точно постои тако нешто. Значи, нели има тамо некој внатрешен, овој Арестович вели, па знаете, ние мислевме дека тоа побрзо ќе оди се на кондиција, не фаќа тоа што го обяснате. Иако често да знаете, таквите ситуации може да бидат и многу изненадување, значи да го однесат целото мнение на една друга страна за да можат позади да се завршат некои други работи. Знаете зашто ја прашам? Ако русите се флексибилни, а тие трнаа со идеја да ја сменат власта во Украина, да направат блицкриг и како американските сили да влезат во Ирак и за десетина дена или за неколку недели да ја сменат власта, да настават проруска власт, па подоцна ја модифицира стратегијата па рекоа ајде по реката Днепар ќе ја поделиме Украина на два дела. Сега испадна дека тоа е всушност безмалку со плюс минус некој освоен град
на оние позиции кои што беа Крим 2014 година, Донјац, Донбас, кои се 4-5 кои се приклучени кон Руската Федерација. Значи, русите се адаптираа на новонастанатите околности. Видоа дека не можат мегали планот, па видоа дека не можат ни стреното, стана нели нови последно. Украинците се флексибилни и дали можат они да бидат флексибилни? Што мислите ви? Украинците многу тешко, знаете што јас ги гледам нив како жртва и соживувам со нив бидејќи сериозен е проблемот таму. Они имаат проблем, ја тоа го кажав, малце невкусно, некои пријатели од Украина се така подзамери и се согласувам за тоа дека можеби се во право. Они имаат сериозен проблем со внатрешната корупција, имаат недобро во системот прво. Значи самиот екзодус, да имате 10 милиони луѓе, не ги окривувам, што се надвор од Украина е малце поразителен во некој смисла. Меѓутоа, од друга страна па покажаа невидена жилавост. Апсолутно. Невидена жилавост. Дури многу и НАТО офицери кои што работат таму се диват на храброста, на нација стана. Така е, се согласувам. Значи јас ако се сеќавате ви спомнав, вие нациите се раѓаат преку војни. За жал. Апсолутно. За жал. Ите генерале, почетокот на 90-те години одевме со нека ракомет. Са, ајде да не дам зборој. И тамо ништо, значи, ако влагате во тие институции, во фабрики, во Украина, нели, не однесо нешто тамо да ни покажат, тоа беше све плячкано, се беше украдено. И сега ги прашувам украинците, што е ова, не велат, старите крадат, односно продаваат, а младите се, на крај. Да го дозавршат. Да го дозавршат. И овие стана нација, значи, овие едноставно ги изненадија сите и со... Значи, тоа не се случува во Крим, значи, не се случува во Донбас, во тој дел што... И почнат од 2014 година да инвестираат во армијата, да градат. Мене ми се симпатични. Ја мислам дека на сите кои што се реални, сите кои што се реални ќе бидат симпатични за своето. Така е. Затоа што како да кажам, значи јас ги споредувам нивната на некој начин историја со хегемонијата која што ние сме имале како нација, да кажеме. Значи историски гледано наназад многу слично, така. Прво чувство што ви доаѓа кога одевме во Украина беше тоа црква, однос со Русија, начин на национално ферментирање, Киевска Русија, грабење од соседите. Не само Русија, Полска, Литванија и така. Значи сите тие натрешни успони и падови. И падови што се случува таму. Може ли да биде решение источна и западна Украина? Јас мислам дека ако тоа се случи како решение, може да биде, значи има два курса на акција. Едниот е дека, претпоставки се ова, дека тоа условно ќе го запре, да ќе го задоволи Путин, ама се плашам дека не е тоа, малце е многу едно степен е повисоко барањето сега оно што Путин го прави или како начин на кој што гледам дека го прави. Тоа е моје мислење и мислам дека тој е тргнат во еден ревизионистички историски ревизион. Тоа значи и заради тоа, ако се сеќавате во прво време кога ги гледавме анализите, Западот идеше да најидентификува опозиција која што ќе го осуди. Они го осудува, а Путин му се лутеа на Путин. Ама никој не го осуди за оно што го прави на Украина. Тоа значи дека они имаат, значи и тука сега се јавуваат проблемите, да вие во суштина сватите дека имате малце посериозен проблем. Тоа истото се случува во Бугарија. Тамо ги осудуваат Бојко Борисов, Кирил Петков, не знам, овој што е Радев. Ама не осудуваат вербалното што кажуваат, не осудуваат тоа учење што го имаат уште од основно. И они биле дел од тоа од основно училиште дека Македонија е романтичен дел на бугарската историја. Значи они не се согласуваат и со Румен Радев и со Бојко Борисов све во однос на практицирање на власта и ги прават масакар, не може 4 пати да формираат влада, но во овој друг дел тие се нисти позиции. Исто и во Руската Федерација. Тие сметат дека Украина е составен дел, значи на Русија. Дека нема украински народ и дека Путин ќе ги поправи грешките на Ленин и на Сталин, така почна војната. Точно. Тоа заради тоа е всушност и неговата, како да кажам, двигател, тој е драйверот кој што му дава енергијата, кој што му дава за да може да опстои во и да може да објасни 100.000 жртви. Тоа за нив е ништо, па во на стратегија јас кој се ме гледал, кај што русите всушност во Австрија како прва борбена некоја линија после Втората светска војна, они сметат дека во првите 8 до 12 сати 100.000 луѓе ќе имат изгубено. Така е. Векот на преживување на млад офицер, сега само да не погрешам, ми се чини дека беше минута и 40 секунди во војна. Толку? Да.
на преживување. Ајде генерале да дојме сега до Газа, до Хамас, Вие сте во Ирак како дел на македонските безбедносни. Така, на армијата. Колку време сте во Ирак? 6 месеци. Значи 6 месеци беше мандатот на мисијата и тргнавме во јуни, се вративме во декември, после тоа бевме наследени од ротација кој што исто така од истата единица. Видите, Ирак е многу чудна држава, значи наши градежни фирми работеле во Ирак, значи голем дел од нашите инженери, директори на градежни фирми биле консултирани пред американската интервенција тамо, бидејќи дел од бункерите биле правени од нив, дел од овие објекти. Голем дел од архитектурата, дури шахти имаше од металски завод Тито. Во Ирак. Така. Стојан Андов нели беше амбасадор во Ирак. Ирак е малку чудна држава. Тие беа претходно пред американската интервенција повеќе од 10 години во војна со Иран. Тоа се два големи системи, така. Значи Вавилон и Персија, каде што сунити, шиите се испреплетуваат, па алавити има на едната на друга страна. Да. Па Ирак е дел на овој арапски свет, овој Баас партии, Ирак, так. Сирија, Курди има исто. Курди има кои можат нели да се користат во некој. И ги мрзат ли тие луѓе израелците тама? Видите, генерално они се поделени во тој однос. Значи они најголемите проблеми ги имаат на ниво на сунити и шиити, бидејќи она што им се има десено од западната цивилизација, таа поделба кај нив создава револт, затоа што она што е направено е се земени малцинството и е наметнато да биде ројалти, власт, и тие се однесувани многу несурово кон... Шиитите кој процент се во Ирак? Мислам дека сега точно не ми земе да зборам, ама се над 60%. Тоа ми беше. Тие се мнозинство. Јас имам таа информација дека сунити се на власт. 30% се сунити до времето на Садам Хусейн, кои се на власт. Кои се на власт, а шиити се 60%. И заради тоа всушност во 92-93 година тој фрла хемиски овој како се вика отрови. Да, отрови во Басра и тоа е документирано. И се затроени поголем број на шиити. Басра им е центарот на така, значи тоа е... Тие се тие нафтени полиња и... Точно, има таму делови кои што се близу во тој така наречени шиитски дел. Сунитскиот триаголник во суштина е срштата која што му е дава Баат партијата и силата на Садам Хусейн, во кој тој сушност има амбиција да ја обедини и Сирија и да се спои со оној дел од Саудиска Арабија во кој тие се тие три звезди во таа символика. Да, во таа символика. И сега тука доаѓа до секуларизација, значи политизација на тој дел од сунитските, значи они излегуваат од оној вахаби движење кој што останува во Саудиска Арабија. Тука е тој раздор со нив. Он го секуларизира тоа и на некој начин прави многу сличен систем на комунистичката партија на начин на комунистички ислам. Така е, на некој начин. Ајде да го дефинираме комунистички ислам. Во ред можејќи ни најдат забелешка, меѓутоа за да објасниме на гледачите за да разберат начинот на функционирање. Еднопартиски систем и апаратура, спроведување, користење на полиција, репресивно действување и така натаму. И сега сето тоа суштина создава голем гнев кај населението кој што го смета, значи тоа како проблем. Голем дел од нив, дури и таа беше предпоставката кај коалиционите сили кои интервениравме, со тие предпоставки отидовме дека ќе бидеме прегледани и пречекани населението како ослободители. А вие не бевте? Во суштина населението беше многу неутрално. Тоа беше, да кажеме, разочарано. Повеќе од луѓето гледаат да си завршат работа, значи буквално да дојде до леп и така натаму заради тоа што имаше голема депресија. Што затекнавте вие таму, например? Ние затекнавме многу лоша слика, да ви кажам. Ние кога отидовме имаше само што слетавме многу незгоден начин. Слетувавме во еден тесен коридор кој што беше обезбеден, моравме по многу лош агол да слетуваме, значи само што се симнавме веќе имаше сретнавме возила кои што горат, бидејќи беа паднати во заседа, моравме брзо да се евакуираме од аеродромот, да отидеме до базата. Значи сето тоа создаде мало, така да кажам, едно чувство дека бидејќи реално не очекувавме дека ќе одиме таму, затоа што потценивме мисијата. Поише американци загина во наводници по ослободувањето на Ирак, отколку во процесот на операциите. Па ја ви реков, значи таа хируршка операција која што е изведена со специјалните сили ќе се изучува доправа начинот на со кој со многу малку сили и средства успеа да пасивизираат две дивизии. 48 тимави се по 12 луѓе, израчунете колку луѓе се всушност на терен. Тоа не се ни 2 месеци, значи колку се околу 2 месеци трае целата операција пред да биде капитулацијата на Ирак. Толку е, затоа што
тука има сега малце реално да збориме, проценките на целиот план на операција се стари од 2000 година. Од Шилтон. Од проценките, затоа што они оделе во план ќе има напад, ќе нема напад, ќе има напад, ќе нема напад. Дури и првата пустинска олуја, така, па втората пустинска. И тие се базирани на предпоставките од првата пустинска олуја. Анализите. И кога сваќаат, они сваќаат што им се случи крах. И ако се сеќавате, Колин Пауел тогаш прогласи полициски час. Тоа значи затоа што се случи голема кражба, големи артефакти исчезнаа од Ирак, се случи многу национално, односно светско богатство, исчезнаа таму и се уште не може да го најдат. И се случи голема кражба, се случи значи девастација, се распадна системот, американците сватија дека во суштина тие имаа еден период од едно 15 до месец дена, кај што не можеа командантите да прифатат дека треба да бидат occupying power, окупирачка сила. Знаете што е генерале дека овие иси структури за тие да може да функционират, може да ги направиле американците, може да ги направиле британците, може да ги направиле некои тајни служби, бидејќи како велат и Хамас го има направено Израел, па излегува надвор во еден момент надвор од контрола. Добро, и кога ќе земете и структурите, овде како се вика, јаркањи и овие се направени од службите. Апсолутно. Тамо допрва ќе има проблеми, бидејќи за достане на власт гледам Вучич прави коалиција со криминалното милие од Лука Бојовиќ. А знаете, вие кога ќе направите коалиција со криминалното милие, тоа после многу скапове, многу пари чини. Меѓутоа, ајде да се вратиме. Може било кој да ве направи. Ако нема пари да се финансирате, тогаш има проблем како да функционирате. Веле дека најблиските соработници на Садам Хусеин, значи кои останале живи, па дури шефот на тајните служби или луѓето за генерал според од безбедносни структури, го прават ИСИС, не само што го прават ИСИС, туку им ги стават на располагање овие нафтени полиња. Им ги дават шемите како да се продава нафтата, на црн пазар да се прави. Знаете што се случува таму? Таму се случува Садам Федеините всушност не се составен дел со Ал-Кајда, они се во конфликт. Внимавајте. Да. Садам Федеините се дел од лојалната гарда на Садам Хусеин. Тие се во прво време во 2003 се годен најголем проблем до некаде август месец. Во август месец се случува коалиција на нив со Ал-Кајда. Вториот човек на Ал-Кајда веќе е во Ирак. Вториот човек на Ал-Кајда целата, не за Вахири, него ми избега мислата, добро, не битно, значи вториот човек на Ал-Кајда е стациониран во Ирак. И самото таа коалиција веќе се настанува ИСИС. ИСИС е всушност одсечок од Ал-Кајда после убиството на Бин Ладен, бидејќи доаѓа до они функционираат на еден принцип на метастазирани келии кои што се поврзани со идеологија. Тие келии немаат централна команда. Централна команда има двата непријатела, тоа е Израел и западната цивилизација. И сите оние кои што им се сојузници. И сега, ИСИС со суштина точно е дека дел од нив дошол до тие нафтени полиња, меѓутоа дека ирачката армија или остатокот тоа го планирал да го направи, малце, мислам дека според мене е претерано. Така објаснува. Да, може да има некои аргументи. Може да се користи за да некој друг тоа го прави. Се согласувам да пратат некоја порака. А тие да бидат само некоја завеса позади кој се кријат Тука веќе има некоја теза она што го велите, но само да дообјаснам, значи се состанува, значи сега се од оние радикални групи кои што остануваат без водич, бидејќи тоа е таа стратегија на декапитација, да ја отсечеме главата на змијата, тоа е да го убиеме Бин Ладен и после тоа фактички Ал-Кајда оди во, да кажеме, во некаква си сенка. Фали онај жестока реторика, бидејќи Ал-Завахири ја нема харизматичноста на Бин Ладен. Значи тој нема така, тој е повеќе умствен, ама не е водач, значи не е наративец, не знае како да ги мобилизира. Оперативец. Така е. Значи он е повеќе инженер на сите тие операции, како треба да се изведат. Меѓутоа да отидете вие за да бидете лидер, да излезете пред масите и да ги поведете, мора да имате некоја харизматичност. И тој ја нема. ИСИС успева да искористи вакуум, а тоа е оперативниот замор кој што се случува на силите таму после 10 години операции. Изгубена стратегија на Западот што сакаме да направиме. Што сакаме да направиме ние со Ирак и со Афганистан, што ќе правиме со глобалната војна против тероризмот. Сваќање на тоа дека имаат судирна доктрини и на идеи, од една страна дека не можете да смените култура за 10 години, затоа што 40 години требало Јапонија и Германија да ги
пацифизирате Така е. и тоа да ги пацифизирате во едни поинакви услови, во завеса во која што мерките кои што сте ги презимале немале баш будно око дома, не знаеле во Берлин, во Лондон или во Вашингтон, не знаеле што се случува и на кој начин го прават тоа. Сега овие со овие брзи медиуми Значи, сега ги гледате сите тие работи. Следно, германците немале можност да излезат и да го таргетираат Вашингтон како што Ал-Кајда го таргетираше преку интернет и да кажат што се случува, па сите оние воени злосторства кои што се направија врз затворениците, па Human Rights Movements кои што им се јавија како фидбек за начинот на третманот на заробеници и така. Сето тоа вие го немавте во Германија 40 години. И внимавајте, станува збор за култури кои што се западни, кои што имаат многу поблиски вредности со американците, па им требало 40 години да се пацифизираат и да дојдат до ниво, па дури и до крај не е направено затоа што видовме сега пред минатата година, на крајот имаше обид за пуч, нели се во Германија, и постои таа се уште таа нитка на нацизам, на чувство на нација. Значи, сакам да кажам, сега вие одеднашка во 10 години почнуваат средствата кои што се трошат се огромни, зборим од буџетот, тоа станува безцелно, во исто време ви се јакне Кина и ви се јакне Русија и сега вие сте доведени да се врзите како Гуливер. Джин да ве врзат, джуџиње да се врзите да се заглавите. Заради тоа они изреагираа како што изреагираа од Афганистан, мора да се излечат, бидејќи претпоставуваа и знаеа и мора да бидеме искрени да им признаеме, единствени кои што погодија дури и до ден кога ќе биде оваа операцијата, дури ни советниците на како се вика на Зеленски им прати апелове, нели рекоа не ширите токава паника, нема да има инвазија и се случи инвазијата. Да, американците. Нели тој Да, зборам за америчките служби, бидејќи они ако се сеќавате дури терминот го погодија. Да, па мора Путин и овој како се вика да демонстрирате као се шалат, нели да маскировка. Да го пролонгираат, нели. Така е, демек да го пролонгираат за неколку дена. Праќаа сателитски снимки, значи се луѓето кажаат точно, дури го предвидуваат, значи датумот, они рекоа датумот дека ќе биде после Олимписките игри, ќе почекаат Олимписките игри да видат. Пендаровски тоа го кажа во неколку интервјуа дека некаде почетокот на ноември, значи 2021 година, значи неколку месеци пред интервенцијата на затворена седница на земји членки НАТО, класифицирани информации им биле дадени. Тоа се официјални интервјуи нели на премиерот, ја само цитирам официјално, ќе кажа 3 пати после више никош не ги кажа, веројатно му рекоа, тоа се класифицирани информации, дека американските служби на сојузниците им ставиле на располагање такви одредени информации за Украина. Повлекувањето од Афганистан всушност ги охрабри русите дека Америка е на колена дека нема да интервенира и тоа е веројатно една од причините зошто се охрабрија побрзо да влезат во Украина. Но да се вратиме овде на Ирак. Против кого се борат таму американците? Кој со кого таму војува? Тоа сакав да кажам. Значи они кога дојавме ние сите таму, значи ние со кого се боравте? Значи ние свативме дека војската веќе влегува во, да кажеме, пресметки помеѓу банди, условно кажано. Банди? Да, буквално тие се беа локализирани затоа што внимавајте, ние во прво време имавме, да кажеме, банди кои се изолирани, кои се изолирани и кои што почнуваат да тие така наречени воени лордови, кои што ги викаат warlords, кои што стануваат мокници, кои што почнуваат да преку корупција, криминогени структури да ги инсталираат. Контролираат некој терен. Но сите тие станаа лесна цел преку која се стопија добар дел од водачите, па беа идентификувани подоцна на Садам Хусеин. И тука можеби е таа линија која што ја влечат они дека инженери или воени експерти кои што биле во таа армија го креирале тоа така наречено милитантно крило на ИСИС. Добро, таа централна власт тама е силна? Каде во Ирак? Да. Не, во Ирак имате сериозен проблем таа власт, значи они не знаат на каде тера, затоа што имаат прво поделба делот кај што се курдите, каде што е нафтата во тој добар дел, имате сега таму доминација турска, значи имате турски фирми кои што ги стиснаа француските. Так, не, тоа е повеќе према делот кон Сирија, значи таму имате курдски дел кој што е дури и добија автономија они. Значи сега некоја автономија. Така е, да, добија автономија и целата борба беше околу тоа кој ќе ги управува нафтените полиња. Нафтените полиња прво ги управуваше француска фирма, за да после да ги истисне турска фирма, сега ги има турска фирма. Тука е и интерес на Ердоган за тој дел, затоа што турски фирми ги контролираат тие нафтени. Од тука всушност може да му бидат упадите на турска, да ги финансираат упадите на турска. Значи да кажам, ако во Афганистан имало талибани, со кои американците сега веќе знаеме дека неколку години тајно преговараат во Катар. Тие преговараат Тие отворено кажаат дека со времето на Хилари Клинтон преговараат. Ја дури имав можност да присуствувам на човек кој што бил на тие преговори, ми беше сокласник на школата и кажуваше што се случувало. Сега не знам дали е така, али јајде накратко, кога Хилари Клинтон им понудила
да ги откупат на некој начин. И им рекло дајте ќе инвестираме пари, ќе направиме, ќе изградиме мостови патишта, и им рекло ма ние не икеме тоа да го направите. Ние сакаме да остане, затоа со тоа што ќе ни дојде злото кај нас, баш така одговори, она не можела да поверува што и се случува. Значи, како ние не сме граделе пруга со Бугарија за да не влезат бугарите брзо во Македонија и русите, нели? Затоа не направивме пруга на некој они им рекле злото да не баш така, рекли нас не ни треба. Ние сакаме да го отфрлиме тоа, ние сакаме да се вратиме на тривијалното, на начинот на кој што живее. Оно не можела тоа да го разбере. Добро, можат ли арапите да се обединат, да речеме? Гледате, во сите тие држави, сунитскиот модел всушност е децентрализиран модел. Односно, бара воена структура, па помилитантен е. Шиитскиот е малце по-децентрализиран. Шиитскиот е така. Децентрализиран. По-децентрализиран. Сунитскиот модел се движи пред се на моќта на Саудитска Арабија да биде тој регионален хегемон кој што ќе ги обединува. Имаше нели средба сега или пред 2 дена беше објавена информација. Ние снимаме четврток, значи пред 2 дена беше објавена информација дека Саудитска Арабија ги прифаќа дел на американските трупи и американските сили. Дозволи да се распоредат силите за тоа е многу битна работа, знаете. И во однос на противвоздушната одбрана тоа е веќе тие дозволија сите системи бидејќи преку знаете географијата е многу битна за тие системи и заради тоа Путин во целата оваа приказна кој што сака да направи му беше прво да го заземе Крим. Бидејќи со Крим географски тој крати многу и може да достигне глобален досег до цела Европа. Она што они како Breaking News го објавија вчера, значи мислам дека објавено како или вчера или завчера како Breaking News, значи ние четврток снеме, среда ова Саудитска Арабија ги става нели еве на располагање. Еден ден после Јемен и она објава на Јемен дека ќе влезе во војна со Внимавајте, Саудитска Арабија го гледа Јемен како крвен непријател. Најголемите криминогени структури кои што се јавија и со фабриката Крусич и со присуството на Обединетите арапски емирати, со заобиколувањето на Европската унија, тест критерија за испорака на оружјето беше токму за Јемен. Целото тоа оружје саудиците и Обединетите арапски емирати го праќаа во Јемен, бидејќи тие војуваа на страната против сегашната власт во Јемен, во граѓанската војна таму. И за тоа многу малку се зборуваше тука, иако тоа беше многу плюс Хути, плюс така, Иран. Тие се поврзани со шиити и се спонзорирани од Иран. Така, плюс нели овие дронови, бидејќи дроновите ние 2 пати гледаме дека се нафтените полиња во Саудитска Арабија тие ги уништува со помош на тие дронови и неколку години пред војната во Украина, па подоцна во Нагорно Карабах азербеџанците употребуваат. Точно. Па Вагнер групацијата се уништени во Либија со помош на Байрактар, турските дронови. Тие го направи популарен Байрактар. И тие го направија Байрактарот нели популарен. И ајде да видиме што ќе случи во Израел, да завршиме некаде саат и 20 и нешто. Значи, Израел е сериозна ситуацијата, меѓутоа со присуството на САД таму, ја очекувам дека сега најверојатно ќе има ретерирање кај Нетањаху, бидејќи дипломатијата очигледно на САД успева. Значи, она што беше најстрашна работа е да не се обедини арапскиот свет целиот против Израел и да не дојде до помирување помеѓу Саудитска Арабија и помеѓу Иран. Тоа е се Персија и на тој начин немате само арапски дел, туку имате муслимански отпор кон тоа. Ако се сеќавате и Ердоган во говорот кој што нели сакаше за да им се доближи до масите, бидејќи и он се исплаши, му стигнаа пораки, ние те одбранивме од пучот, ама може ми да те смениме, и мораше да ретерира и да им се обрати на западот што мислите вие, па дури да понуди дека и тој ќе се приклучи во тоа ако дојде иако тропаше таму дека и Скопје му е одземено и дека. Но, знаете, тоа се такви емотивни договори и тоа е карактеристика за таквите водичи. Тоа е на 100 години од турската нелијата новата турска држава. Океј, тоа се нели начини на кои што они владеат, авторитарни карактеристика на сите сите да покаже такви. сила, значи не сме да за масите, внимавајте, тоа е културата, тие гласаа. Секој што покажува сила, значи си имате спазарено за нешто. Апсолутно. Тоа е модел. Така е, тоа го направи со како се вика со наводното вето за Шведска за да ги добие и да подпиши. Така е. И подоцна го гледаме таму седнал па добро се согласи. Иако ништо не се смени. Од една Шведска стана нај ама ништо не се смени во. Ги испорача Шведска не ги смени ставовите околу ништо не се смени. Само доби не, ова е аргумент повеќе дека всушност американците имаат фантастично развиена дипломатија која што очигледно работи за затворени врати и тоа го гледаме сега со Саудитска Арабија. Бидејќи нели имаше и саудискиот принц, ако се сеќавате, имаше некој циркус со Антони Блинкен
кај што него примаше па нешто. Така е. Тоа се сите тие тоа нели јачење за домашни потреби, меѓутоа кога ќе дојде условно да кажеме правиот батко и ќе има бакни рака и се тоа што Абдула од Јордан или му порачал на Бајден се качил во авионот, ама јорданскиот крал американците го разбираат тоа, они го знаат тоа дека тоа е за тоа е за домашно употреба и може тоа да го прават, не е проблем. Село дека испорача тоа на правата цел. Тоа правата цел е да го спрече тоа така наречено мобилизирање и на тој начин да анулираат една голема поддршка или ветер во грб за Иран, бидејќи Иран има еден хендикеп во однос на Израел, тоа е нема нуклеарно оружје. Знаат дека поселува и сега Израел пласира на целиот свет, на најповеќе со ова го одвраќа Иран, сакајќи да покаже дека нема да се покори на барањата на либералната демократија за чувствителност, за цивилни жртви и така натаму, бидејќи екзистенцијално е прашањето за Израел. Таа оска на злото, нели? Обично велат Кина, Русија и Иран. Иран одеднаш нели станува и сега таму има неколку скалила. Прво да не дојди до арапско обединување, кој е помалиот проблем, но ако дојде до муслиманско обединување, тоа е сериозен проблем за целиот свет. Тогаш е веќе сериозен проблем. Не е само значи овој дел, внимавајте, Африка ќе има проблем, Индонезија ќе влезе, Пакистан, таму имате сериозни, Индија, ќе имате проблеми. Имаше сега терористички напад во Индија, апропо овие како се вика збинување, не ги пренесе само заради тоа што не дадоа поддршка на Индија, источен, западен, Пакистан, бидејќи Индија застана на страна на Израел. Така беше. И второ, Индија прати одредена порака, началникот на генералштаб на Индија пред 7 дена дека Индија всушност војнички ќе изеди Русија. Така е. Тие се сметаат така, иако видовме дека многу неславно загинаа односно неславно поминаа со благиот конфликт кој што го има на граница со кинезите. Да, меѓутоа гледате тоа е една држава која е во еден налет економски првенствено. Само тоа сакам да го кажам, Индија по многу статистики, сега не сум економски експерт, топ 10 компании е многу брзо растечка. Зошто? Затоа што е користи геостратешката позиција, ги користи проблемот со санкциите со Русија и имаат демографијата, имаат многу брзо најголема растечка нација си. И јазик. Така е. Се разбира, знаат англиски. Апсолутно. До пред 50 години бил официјален јазик. И нивната едукација е насочена кон дигиталните технологии. Значи имате, видите и на најголемите теч фирми, индијци се, како се вика, CEO. Значи се шефови или водачи на се индијци во најголемите технолошки фирми. Ајде завршуваме Македонија, значи 2 или 3 минути, вие сте војната ше 2015 година до 2017 година. Тоа е победа на Доналд Трамп, Майкл Фин и екипата околу Ѓорги Иванов чека интервенција на Майкл Флин, промена на власта која треба нели да се случи и да интервенира во македонската криза, ќе се превлада, нема се превлада ДУИ, ВМРО, ДПМН. Тоа е после шарената револуција. Таму е Васко Наумовски амбасадор, ако не се лажам, а вие сте воен аташе. Васко Наумовски сега фигурира, ако дојде до некој, ајде не влагамо политички, но сам чисто рамката да, ако дојде до некој промени вамо, Васко Наумовски е еден од фаворитите наводно на Никола Груевски, вие сте на ова завиша филм групација за началник на генералство. Чека до последно телефонски повик од Вашингтон, дури некои представници на Иванов се сретна со Майкл Флин, кој подосна е сменет поради проруско влијание или тајни преговори со русите пред доаѓање на Доналд Трамп во првиот мандат на власт. Како тој период ќе го објасните? Значи, вака ќе ви кажам. Прво, многу од работите кои што ги слушав, и сега ова ќе го кажам, прв пат го кажам. Значи, многу од работите кои што ги слушав тогаш се прво моето доаѓање со кај Иванов е сосема поинаква генеза. Значи се случи и тоа ќе го покажам, може да го проверите. Да. Се случи, имавме некоја групација Балкан која што работевме со Пентагон, имаше една иницијатива, Лора Купер беше и се уште е помошник на државниот секретар за одбрана во тој дел, и таа иницијатива која што ја дал му се допаднала на Метис во тој случај, во тој дел, а во исто време успеав да се видам како одвоената шеф со генерал Мајли, кој што е сегашен, тогаш беше шеф на копнената војска, началник на армија. Препораката како станал аташе, значи препорака е до Иванов дека потребно е да дел од луѓе кои се школувани таму да добијат
функција, значи да се инвестира во такви генерали. Значи, До мене стига порака. Значи не тоа што се случи у судството, пак излезе амбасадорката речи кај ги потрошивме парите, овие што ги образовавме не дојдоа на чело на Значи буквално ни викаат сакаме да видиме резултат затоа што сме давале толку пари така натаму и не дека сум единствен, само да не се лажеме. Значи сега има генералот Лавчиски, началникот е школуван таму, сегашен и така натаму. И значи они инсистираат на тоа. До мене доаѓа порака дали сум спремен, дали сакам да прифатам прво таа функција, нормално како секој кој што се школува, сон му е да стане генерал. Разговарам со како се вика со претседателот и го известувам дека ќе треба да имаме како се вика дека на тоа ќе треба и министерот за одбрана да се согласи, нели за за да можам да функционирам. Идејата прва беше да останам ја во Вашингтон како се вика аташе, бидејќи препораките од таму стига дека таму местото треба да биде генералско. Затоа што вие не можете да влезете да биде да биде унапредено, значи не можеби не беше толку методи Хаџијанев приказната колку беше моментот и позицијата. Бидејќи стигаа пораки дека вие сте сега за време да влегувате во НАТО, несериозно е да имате Хрватска, Унгарија, Бугарија, сите имаа Бугарија имаше генерал Мајар. Не знам дали ме разбирате. Хрватска имаше генерал Мајар. Антон Туск хрватите да го прати во Брисел. Дали ме разбирате што сакам да кажам? И сега беа тоа пораки, сега се случува таа констелација на односи, затоа малку ми е смешно целото. Али во ред е, окей, легитимно е. Нели треба и да се кажа дека. И сега добро да се вратам назад. Јас се враќам назад и разговараме, значи прво такви средби, не знам за такви средби дека имало со Флин, тоа се мислам дека некој повеќе теории на заговор или муабети, значи нема, така чисто да имате колешка една моја која бараше опрема за да го сними повлекувањето на американците од овде шарената револуција, значи тоа беше многу сериозно 27 април и затоа прашувам фоките дали се сериозна некоја институција, бидејќи тоа е најавата дека закана има за интервенција на фоките. Мислам дека кои се и тука стационирани. Ова сакам да го објаснам. Ајде. Јас за да си го расчистам тоа, јас во едни разговори со Прашавте? Да, прашав. Што се случува? Генерал си прашува. Го прашувам колегата, аташе е тука, американ, што се случува, тој се насмеа и вика, слушај, знаеме се, вика, тоа не сериозно е, Фатени се. Тоа е толку low level, вика, они тачно знаеа се. Значи буквално знае. Се знае. Значи буквално знае се. Дури знае кој твита под различни твитери. Јас се запрепастив кога ми кажа. Значи адресата ме знаат. Се знае. Број на кондори, број на чорапи, значи верувате ми. Значи и затоа приказните дека мене ми се малце смешни тие приказни. Меѓутоа мислам дека затоа викнавме нели да објаснете колку знаат. Добро, во ред, окей. Сега дали. Вие сте ги поминале тие обуки. Меѓутоа она што е интересно е на пример на тие средби, значи учествував на преговорите, на пример Метис беше многу задоволен средбата со Иванов. Која имавме, затоа што кога се договаравме, барем јас додека бевте. Да, имаше традиција да се разговара и да имаме различни ставови. И сега секој имаше своји ставови и претседателот во тој случај дозволуваше да го кажам јас мојот став. Мојот став беше дека говорите за период кога сте аѓутант, така? Да. Тоа е 12 јануари 2018 година станувате аѓутант на Иванов. Не, во декември станувам аѓутант, во јануари доаѓам да ја примам должноста. Значи официјално објавено е. Да, тогаш е назначувањето. Официјално 12 јануари. Да, во службен весник излегува во декември. И тоа е тоа кога ми се јавуваат и кога ми викаат ќе дојдеш и назад да се врати. Не разбирам. А на 18 мај 2018 кој веќе Радмила Шекеринска нели исто министер за одбрана, Радмила Шекеринска и тогаш министер. И во првиот и во вториот случај, веќе на 18 мај 2018 година вие доаѓате да бидете на чело на овие специјални единици во војската, кај што се ренџери, кај што се волци, кај што се сите овие структури, нели? Доаѓате на чело на тој систем. И сите НАТО посети во името на овие како се вика во Македонија, кои што се прават у таа единица. Значи доаѓаат 30 генерали кај мене, доаѓаат како се вика сите шоу дека како се вика кога дојдоа амбасадорите се представи дека таму ќе биде лесната пешајска борбена група, не во Штип и така натаму. Значи сакам да појаснам малце дека не да нема магла, добро. Не, окей. Легитимно е во ред, секој има право да се сомнева, ние сме демократска држава и секој има право да. Ајде тоа за што остана Рачинова. Како се нели малце ја истумбавме целата работа, меѓутоа почнавме да завршиме со Рачинова.
Танушевце, Малино, Мало, Брест, Кодрафуран, сите тие единици од Кумановскиот, Липковскиот дел, во еден момент како суинка се спуштат во Рачиново. Рачиново кој е окружено од нашите безбедносни структури. Прво не се сите единици таму спуштени, Не се што на Тетовско кале има се уште единици кои што говорам од Кумановско-Липковскиот, значи Кумановско-Липковскиот регион, значи никој ги стационира, никој ги спушта во Рачиново. Што се случува во Рачиново и да завршиме сега веќе многу. Значи многу. во Рачиново стигаат информации дека се минофрлачи се поставени на досег до собранието, на досег до институциите на државата и дека во Рачиново има одредена група и се спрема операција. Таа операција започнува. На таа операција планираат и воени и полициски структури како треба да се изведе операцијата. Операцијата треба да започне со дејство на специјалните сили, прво со воздушна поддршка, да имаат да дадат, како се вика, да создадат подготовка на теренот, тоа е да создадат димна завеса, чадна завеса, за да можат пешадиските сили, односно трупите на терен, да навлезат на територијата. Ако се сеќавате, во тој период, Љубе Бошковски во едно време изјави дека е освоено и точно е, наши единици успеа да стигнат до џемијата, до центарот, бидејќи влегоа како што влегоа, значи до центарот. Проблемот беше тоа што не беше добро организирано и не дојде полицијата да си ги зачува тие места, бидејќи глупо ќе беше војската да им го чува посред селото. Посред село и посред цивилна структура. Имате проблем. Кој не е прогласена војна состојба. Тоа е таа неодлука што ви ја реков. Значи не знаевме само 10 километри може војската. А Рачиново појасот беше зголемен, ако се сеќавате, со одлука од 500 метри на 10 километри. И сега, значи тука се настанува, значи вие доаѓате. Ако ви кажам дека тоа беа две групи, за да сватите зашто реков две групи од наша страна. Да, две групи кои што влегоа и тогаш Љубе Бошковски, вратете се назад, ќе видите Љубе Бошковски објавува дека влеговме, да. Меѓутоа, нели, за да го освоите тоа, вие не е само да го освоите, треба некој да влезе таму да кога сватија тие, како се вика, групации кои што беа од другата страна, кога сватија дека у суштина нема кој да дојде, тогаш тие се осоколија и значи почнаа да действуваат. Почнаа пукат. Па почнаа малце поинтензивно да действуваат и сега тука дојде малце пожестока битка, која што беше, да кажеме, во урбана средина и тие две групации кои што беа таму наши, мора да признам дека лавовски се одржаа, зборам за тие две единици кои што беа истурени и кои што успеа да влезат во центарот. Таму сега еден генерал е таму кој што учествува во таа операција. И овој, како се вика, значи многу храбро го направија тој и многу храбро се извлекоа. Значи зборам успеа да направат добар маневр за да не остане повредени и немавме загуба. Значи некако црногорците ми храбро бежиме, они како јуре за нама. Значи овој баш храбро. Не беше така, него беше ова беше и значи зборам многу професионално изведена операција. Ја не учествував лично во тој дел, бев во Рачиново, меѓутоа не бев во таа група. И овој, како се вика, оно што дојде после, тука настана, нели, равнувањето и на Стојанчево, тој затоа што некоја група не е јавила лоша координација. Сето ова ви говори дека едноставно сето е многу лошо. Распад на систем, да. Така е. И сега после настануваат сите оние политички одлуки, на враќање назад и така натаму, ако се сеќавате, тоа беше као циркус, имаше луѓе кои што гледаа од мостот, ние ги гледавме луѓето, позади на мостот, они гледа као на фудбалски надпревар. И мостот и тука во Ново Лисиче. Да, замислете сега тоа да ви се случи во Украина или во Ново Лисиче да седе и гледа како е во Рачиново и како ќе пукнеше некој граната, ти аплодира, нели како. Затоа ви кажам, за сето тоа малку личи на циркус оперативно, во оперативна смисла. Не зборам сега за какви последици може да има, пошто вие знаете што ако немате водство како што треба, може тоа да биде многу полошо, уште полошо. За среќа најдоар некој начин и на едната и на другата страна се стави крај на тоа за да не гинат луѓе. 1 сат и 44 минути. Фала многу генерал Методи Хаџијанев. Мислам ако продолжи војната, ќе продолжи војната како што сега стои работата во Украина и со Русија. Таа е уствари Балканата војна и таа е многу поголема во споредба со ова што се случува. И за Европа многу пострашно. Многу и со многу посериозни со последици. Да. Значи, ние почнавме, ама толку теми немаме 10 години, колку уште пред да замините во Вашингтон немаме едно интервју, подосна веќе немаме интервју. Ако продолжи овој войник, ќе поканам уште еднаш во текот нова сезона, ќе има што да кажеме, саат и 45 летна, фала многу. Може ќе има избори тогаш, па ќе сте начелник на генералштабот, ќе видиме. Ќе ви кажам дека нема да биде така. Тогаш ќе ми кажете која е таа завиша филм групација, бидејќи стално ме прашуваат која е завиша филм, бидејќи рековте дека американците ви кажале дури кој твита, од која адреса, како се вика. Значи ја разговарав со луѓе, значи они беа многу, значи они се многу кооперативни. Значи го знаат завише кој е. Значи многу се кооперативни, знаат све. Значи да викнам нешто не постои. Да викнам некој американец да ни каже кој е завише. Па нема да ни го кажа тоа, нема да ни го кажа на тој начин. Значи прво треба да стекнете доверба со нив за да може да разговараат со вас на тој начин. Меѓутоа се, како да кажам, ги знаат работите и
Јас понекогаш им се восхитувам на тоа колку знаат да бидат воздржани. Фала многу, одлично интервју, ми беше задоволство. Многу среќа на било која позиција да биете. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар. Интервју во трајање 1 час и 45 минути. Знаете, менуваме нешто, почитувани гледачи, менуваме со тоа што има едно интервју неделно кое трае повеќе од 1 сат и 15 минути, 1 сат и 30 минути, гледате сега 1 сат и 45 минути. Вонредна политичка анализа имаме секој вторник 22 часот и 30 минути. Погледнете вонредната политичка анализа посветена на ренувањето на Раде Трајковски Штекли. Нов концепт, нови времења, се прилагодуваме на сите тие времења. Се надам дека ви се допадна оваа емисија, овој интервју. Ако ви се допадна оваа емисија, ново дружење, вонредна политичка анализа, вторник 22 часот и 30 минути, ново интервју недела 22 часот, до вторник и недела. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.